господинот доктор Јанко Бачев. Добро вечер, Јанко, добре дојде у нашето подкаст студио. Добро вечер. Добро вечер. Еј, еве го да го намалиме. Поздрав до Македонија, факт 403. Вечер веја. Добро. Повели, Јанко. добро вечер за гледачите. Прв пат сум во студиото на Трета Република и се надевам дека ќе го задржиме вниманието на нашите гледачи на интересни теми. Да. И јас се надевам, па да, ќе говориме за битни работи, нели? Се договоривме од прилика. Суштински македонски работи ќе правиме муабет. Так. Наша борба. Ајде да почнеме, Јанко, од утре, што утре е голем датум, нели? 30 септември, пред 4 години успеавме, бойкотиравме. Имаше ти една иницијатива, почна да организираш, до кај сме, што сме, тоа е што све е договорено на гледачите да им кажеме и да ги повикаме да дојдат. Па да, тоа е веќе традиција. Ние уште од 2018 година кога се исклучи тој капитулански договор за промена на името, тоа беше 17 јуни 2018 година, веќе од наредната 2019 веќе тоа, како што кажав, прерасна во традиција, правиме едно одбележување на тој настан. Утре е 4 годишнината од склучувањето на Преспанскиот договор, така што тоа, два пати веќе го правиме во паркот спроти Собранието. Ланската година бевме на плоштад, бидејќи таму имаше еден голем видеобим кој го закупивме од Телеком. Годинава и мене малку ми беше несватливо, бидејќи кога сакавме да го закупиме, повратно не стигна една така од Телеком дека баш на 30 септември, утре, во периодот од 15 часот до 24 бил закупен од некоја амбасада. Сега што ќе рекламирам таа некоја амбасада утре, стварно не ми е мене јасно. Така што ние одиме на старата локација во паркот спроти Собранието. Настанот почна од 19:30 часот. Имаме така замислена една програма со тоа што ќе оди едно видео, еден документарен филм на видеобим наш, кој што го обезбедивме дополнително со прожектори платно пред Собранието. Ќе има така говорници, како што имаше ти една парола "Народот зборува". Да. Пред ова ќе се потсетиме на тој настан и се надевам дека во блиска иднина тој договор ќе го изгуби своето значење, ќе дојде некоја власт која што ќе го поништи. До тогаш останува нашата борба да се потсетиме на тие наши моменти, бидејќи 2018 година стварно водивме една тешка битка, да потсетам, тогаш 7 месеци, некаде од јуни месец кога се склучи договорот, па се до јануари 2019 додека се донесат уставните измени. Познато е, улиците беа нашиот дом. Фактички 7 месеци правевме протести. Па добро, имаше власта, имаше хунтава, имаше јака кампања. Така, да, и пред по плоштадите, по улиците, по Скопје, низ државата, пред домовите на 8-те одметнати уценети претеници. Да, им бевте и дома, море. Па така, тие 8-те блокиравме. Ја не бев, затоа викам им бевте. Блокиравме гранични премини. Така е тогаш за референдумот, како што кажа ти, утре е голем ден, успеавме, но за жал да спречиме уставни промени не успеавме и сега борбата продолжува. Добро. Се очекува народ како предпоставка? Па видите вака се, ние имаме голема блокада од медиумите. Да. И тоа го расширивме во главном по социјалните мрежи. Сега колку тоа допре до народот ќе видиме. Па очекувам сега народот да видиме, јас стално добивам пораки по социјалните мрежи, поведете го народот, стално народот да излезе на улица. Па за почеток ова утре ајде да видиме колку народот е расположен да излезе, да го одбележиме овој голем ден, па за воиднина. Да, не е протест, не е протест. Туку е одбележување на една голема победа и свест на Македонија. Голема референдумска победа на 30 септември, кога и кажавме на власта што мисли народот за тој Преспански и капитулански договор. И ова утре за почеток, ајде да видиме една масовност кај народот, да се охрабриме и ние, па после ако треба да тргнеме по улицата, што се вели, да направиме една програма за рушење на таа власт. Па да се види и односот на народот кон денот.
Па тоа е голем ден за Македонија и македонците. Тоа е пред се сега, да не бидам погрешно разбран од другите националности, тоа е пред се наша македонска работа. Па да, се работи за и идентитетот еве сега. Тоа е, сега да кажем. Веднаш влагаме и у втората мака. Па на албанците сега да бидеме реални, албанците па и другите тие помали, да кажеме, малцинства, влашко, ромско, турско, сега да не биде звучи грубо, баш им ја гајле сега. Дали е променето името, не е променето името. Сепак тоа е наша македонска работа и на крај ние треба да се ја решиме како македонци. Да. Па види, сега на утрешниот ден е добро и да почне еден друг вид на борба со еден друг душман. А тоа се соседите од исток кои буквално агресивно, нацистички влагаат во етногенеза, нели, преку оние комисии, преку оние договори за добро соседство. И сега во однос на тој проблем, голем проблем во евроинтеграцииве што ги тераат туку точно сите партии во парламентот се за Европска унија, што значи се за овој договор. Она што сакам да те прашам, Јанко, го видовме прашањето на Мицковски, кое Тања Џафери го одби, како можност за иницијатива за референдум. Еве сега се појави од вчера, од завчера и уште една иницијатива од Левица. Прашањето е слично, прашањето на референдум се става само оној анекс, оној протокол што го викаат. Јас за време тврдам дека е анекс на договор, бидејќи има конкретни чекори во обврска да се направат. И сега те прашувам што правиме со упорното терање на македонецот на референдум. Твој став? Па јас тука само можам да го повторам мојот став, бидејќи уште некаде пред повеќе од месец дена кога се најави таа иницијатива од ВМРО-ДПМН за референдум, јас го кажав тогаш мојот став дека да се прави референдум во вакви услови е ризична и да не кажам и опасна работа, бидејќи се работи за важна работа. Па многу е известно, јас и тогаш ги кажав аргументите дека тешко дека тој референдум може да успее. Сега генерално да не бидам сватено погрешка, јас сум за референдум да се изјасни народот, ама не во овие услови, туку тој референдум дај Боже да се смени власта, да го организираме од позиција на власт. Да, реален референдум кога ќе му дадеме слободно волја на Македонија. Па кога ќе му дадеме слободно на народот да се изјасни, бидејќи јас тогаш кога го кажав мојот став, ги кажав аргументите дека во Македонија има некаде запишени избирачи околу 1.800.000 и 15.000, 1.815.000 околу 560 мислам дека е, и сега за да успее тој референдум, таков е уставот, прилично висок цензусот за да успее. Дополнително што нема повеќе од 1.400.000 резиденти што се наоѓаат. И да успее тој референдум треба да излезат 907.000, мислам 261 гласачи, значи преку 907.000, што во овие услови е невозможно да се извади таа бројка, дај Боже да грешам, али моја проценка е дека не може да се успее, бидејќи ако се земе дека тие 350-400.000 ги прават малцинствата во државата. Добро, Јанко, Пасиев и Мицковски не ги знаат овие бројки. Па јас сега кажувам од мој поглед ги гледам работа, значи тие 350 до 400.000 веќе во старци изгубени, тука влегуваат албанци, роми, власи, турци, бошњаци. Значи тие ќе го прифатат повикот за бојкот. Оти власта се изјасни дека во услови на референдум, сега збориме пред Џафери да ја одбие, значи иницијативата, јасно кажа дека на Македонија и треба таков референдум. Значи се слагаш со мене дека и второ прашање е промашено затоа што на власта ја овозможува да бојкотира. Па да, значи само да се доискажам за ова, значи околу 400.000 веќе во старт тоа ќе бојкотираат, остануваат уште тие 400.000 кои што е СДС, да кажеме преку тие механизми што ги има притисоци спрема своето членство во администрација, приматели на социјална помош, пензионери, значи многу и таа бројка они ќе направат тој бојкот, тој притисок врз тие категории на луѓе. Така значи веќе се собере на бројка преку 800-900.000 кои што они нема да дадат слободно да се изјаснат на референдумот тие луѓе, ќе има голем бојкот, бидејќи јас тоа не го зборувам сега да кажеме само врз основа на некоја моја анализа, го зборувам врз некое искуство, бидејќи јас како единствена Македонија бевме дел и од опозицијскиот блок 2004 година, кога Груевски како тогашен опозиционер за територијалната подела, ние тогаш извадивме некаде околу 500.000 луѓе, 550.000 извадивме, значи бевме далеку до бројката од 900.000 луѓе.
Така да, значи тоа мое мислење го темелам и врз искуство што го имам од претходно. Да, фактографии од блиското. И дури тогаш Груевски изигра и многу нечесно, бидејќи ние тогаш формално правно подписите беа собрани преку Светскиот македонски конгрес. Да. Преку Тодор Петров, да. Иако во позадина и ВМРО ја поднесе иницијатива да беше поддржана од сите. Па да, сега да бидеме реални, значи ВМРО ја поддржа и во најголем дел од 150.000 гласови се собраа со нивна помош. Али тогаш изигра нечесно, бидејќи тогаш имавме многу материјал за фалсификување на тој референдум, дека покрај тоа што имаше големи притисоци од премиер тогашен Бучковски. Спречување да се исполни цензусот. Тогаш Бучковски беше премиер, значи од таа влада да се исполни цензусот, имавме обезбедено голем компрометирачки материјал да го компрометираме пописот и се сеќавам јас вечерта беше закажан прес во 21 часот, нели во 7 сата се затвараат кутиите. Тоа беше на 4 ноември 2004 година, мислам дека беше, и вечерта закажан прес во Holiday Inn, договорени во 9 саатот, меѓутоа Груевски изигра нечесно, он дојде 15-20 минути порано на пресот, додека ние се собереме, он веќе го одржал пресот и избега од Holiday Inn. Кажа 2-3 работи, референдумот не е успешен и избега од референдумот, изигра нечесно и после се види дека значи смислата на Груевски му била да дојде на власт, а тој референдум му помогна. Еве не е спорно дека и ВМРО да помогне сега да прави референдум, политички ќе добие. Ќе излезат, ќе кажат народот еве. Направивме референдум, не излезе народот и Груевски тогаш изигра нечесно, значи на тој референдум избега, значи целта му била да стане премиер и после година дена 2004 беше референдумот, 2005 победи на локалните избори, 2006 на парламентарните и стана премиер. И после во една моја средба, јас му викам, ајде сега да го 2007-2008 година таму, некаде му викам, ајде сега да го повториме референдумот од позиција на власт. Кога си премиер, бидејќи законот за референдум дава можност законот за референдум, може да се постави, може референдум за исто прашање. Да се направи. 2 години и ајде сега да направиме референдум за истото прашање. Он ме рече, вика, тоа е вика завршена работа. Си стана премиер, заврши работа. Така да и сега, значи тоа моje мислење јас го темелам на тоа, на тој момент дека ние во тешко е да се извадат 907.000 при ваква констелација кај што власта ќе го бойкотира и да се извади таа бројка. И затоа јас повеќе за мене е многу битно дали ќе опстанат пратениците на ВМРО ДПМН да не гласаат за уставните измени. Тоа е сега најбитниот момент. Доколку тргне постапката за промена на уставот и не треба да се инсистира на референдумот, сега јас не ми е јасно и ова левица што го прави, тоа е една забава за народот. Сега со повторување на тоа референдумско прашање, тоа чисто од политички поени. Си прават некој маркетинг, некоја реклама. Тоа воопшто суштински не менува ништо. Ова дури по една предпоставена ситуација и Тала Джефери сега да им го прифати. Што мислиш, барањето за референдум, нема шанси левица за 150.000 потписи. Прашање дали ВМРО ДПМН ќе се вклучи во постапката за собирање на 150.000 потписи. Јанко, и во самата постапка, значи за бирање за одлучување се одлучуваат извршните органи, највисоките извршни органи и на едната партија, па е сега као овие се одбиени, се поставува прашање повторно еден мал број на луѓе, круг на луѓе во било која партија, истото важи и за левици и за ДПМН, одлучуваат да прават референдум без притоа да се консултираат останати политички субјекти, да се консултира народот. Бидејќи се работи референдумско прашање за етногенеза на македонскиот народ, не се работи за партија. Нели сметаш дека малку несериозно пристапуваат, дека маркетингот им е приоритет и на ДПМН и на левица? Па добро, ВМРО ДПМН од тој дел е покриено, не излегува дека сите тие 20 партии таму во коалицијата што се излегува со став дека сите застануваат зад референдумот. Не ги слушнавме лидерите на останатите партии. Има средба како што не средба да јавно пред народот да се пак значи не е ова работа на коалиција и на партија, ова е работа на македонскиот народ. Па сега овие се суштински прашања сега околу бугарскиот договор не е прашање на една влада или на една партија, тоа е прашање на целиот македонски народ. И затоа јас значи тогаш и сега стојам на тоа становиште дека референдум да направиме, но тоа да се направи од позиција на власт. Сега и еве и во една предпоставена ситуација да има референдум, тој референдум нема да успее бидејќи како што кажав многу висок е цензусот. Не можеме 907.000 бидејќи власта ќе примени методи на притисоци, на бојкот и тоа не е проблем. Јанко, доколку прашањето е не за овој
усвоени документи во парламентот за кои е прашањето на Апасиев, нели? Па тоа за тие француските... Доколку се формулира прашањето кратко, дали сте за бугарскиот договор, тоа е се гласа за или против, и во тој случај власта ќе мора, бидејќи го подпишала и го ратификувала тој договор, власта ќе мора да вади луѓе, нема да може да го бойкотира тој референдум. Дали мислиш дека наменски се прават вакви прашања кои едноставно идат на рака на власта да бойкотира? Не, вака сега, формално правно гледано, ова што Тала Џефери ја одби иницијативата на ВМРО ДПМН не држи. Прашањето беше добро строчено. Добро, тоа е правниот дел. Правниот дел. Ама чекай, добро слошено, еве и ама вака сега. Значи, разговараме околу цензус. Тоа значи хипотетски доколку се дозволи референдум, нели тогаш разговараме за цензус, дека е скоро невозможно. Затоа прашувам, дали доколку се промени прашањето, дали сте за или против бугарскиот договор, тогаш власта не може да бойкотира ја го. Бидејќи она го ратификувала, го подпишала, го предложила, го гласала и на крајот го ратификувала. Како не може да бойкотира, ќе ги повика, нема да излезат, ќе нема цензус. Па тоа значи дека е неуспешен референдумот и за договорот нема резултат. За бугарскиот договор говорам. Па сега види, после тоа се... Бидејќи ова прашање на Апасиев е ратификацијата само не ни ратификацијата, туку само овој анексов. Значи она што сега се гласаше во парламент, договорот дури да успееме, договорот останува на сила. Референдумското прашање не е за договорот, туку за документацијата на француски предлог или кој како сака ја нарекува. Јас го нарекувам анекс. Џафери што го направи во однос на првата иницијатива на ВМРО ДПМН, значи тоа не е издржано, бидејќи они излегува со еден став дека во уставот имало еден член 118 кој викал дека не може, во кој се вели дека не може меѓународни договори во согласно ратификувани во согласно со уставот да бидат променети. Таа одредба они значи ја толкуваат селективно и не е издржано, бидејќи тие меѓународни договори кои што се ратификувани не може за време на нивното траење да се менува нивната содржина кога се исполнуваат. Додека меѓународен договор, како и секој договор, значи не може да му се даде вечен карактер, како што го направи тоа Џафери. Затоа не може да се претендира меѓународно правно гледано, значи нема договор кој што треба да се даде вечен карактер. Посебно што од самиот договор е предвиден начин за раскинување еднострано. Така, и сега они тоа што го кажа, значи не држи, тој членот 118 има сосема друга смисла. Значи, а во секое време ова не беше прашањето за промена на договор, него прашањето беше да престане важењето на законот за ратификација на договорот со Бугарија, значи за престанок на цел еден закон. И тоа е нормална собраниска практика. Како се носат закони, така може да се донесе закони да престане одреден закон, да престане неговото важење. Така да тоа правно е неиздржано што го направи Џафери. Секако зборуваме веќе тој правен аспект и од аспект на домашното право и ја говорев цело време за политиката и за прашањето референдум. И меѓународно правно гледано, значи тој договор, значи како и секој договор може и да важи, може и да се раскине или да се поништи. И во таков случај, значи, тоа прашање требаше да помине, а сега друго е прашање што зборуваме дали референдумот ќе успее, и во таков случај е во една предпоставена ситуација. Да имаше референдум и да успееше референдумот, тогаш и меѓународно правно гледано и според домашните прописи гледано, Тала Џафери ќе требаше и собранието да направат три работи. Значи ќе требаше да се донесе закон за престанок на важењето на законот за ратификација на договорот со Бугарија. Една работа, втора работа ќе требаше Тала Џафери и собранието да го известат, да известат Бугарија, тоа согласно таму членот 13, мислам дека беше, дека договорот се раскинува, и трета ситуација ќе требаше да го известат депозитарот, а тоа е Генералниот секретаријат на Обединетите нации, дека договорот е раскинат и да се избрише од регистарот на договор, на меѓународни договори во ООН. Тоа е во една претпоставена ситуација ако успееше референдум. Значи тоа што го направи Џафери правно е неиздржано, неосновано, сега со ова што ја спомнав втората иницијатива, ќе видиме сега власта што ќе смисли. Значи како ќе калкулираат со таа втора иницијатива што ја поднесува најнова сега, али за мене тоа, како уште еднаш ќе кажам, тоа е непотребно, само правење сега политички маркетинг од страна на ова партијата. Да, за ваква важна тема, не би требало да се користи за маркетинг. Македонскиот идентитет да биде предмет на маркетинг. Па сега, видете сега, кога
се беа тие заклучоците таму и кога беа протестите, нели, во собранието тогаш излегува план Б, план С, и сега некако им легна работата со ова да со прават планови политички маркетинг, со ова им дојде. И прашање е дали ќе помени и ова иницијатива, ама после тоа, како што кажав, политички може ќе бидат во некоја добивка повеќе во корист отколку на штета, бидејќи тогаш ќе излезат со еден став ќе излезат дека еве излеговме пред народот, сакавме референдум, не да е Џафери. Сега таа иста партија што ја спомнуваш, што подесува втора иницијатива, утре е 30 септември, а нема никаде. Нема една објава. Утре е голем ден за Македонија. Па и на самиот ден 30 септември не се претегна многу од активност. Ставот на пасив беше дека сме националисти. Не, националисти него, он ни правеше и штета кога ние 2018 протестираме во собранието. Он ги повикуваше на социјалните мрежи луѓето, немојте да одите на протестите, ќе го оборам Преспанскиот договор на уставен. Значи тоа му беше и каде сега го оборили уставниот. И ако имаш приметено, збор немат кажано за утре. Да. А утре е голем ден за Македонија. Да, па затоа ја правиме емисија, Јанко, нели, за да ги потсетиме и они што така да народот сега ги гледа работите, значи треба да ги абсолвира во една вистинска смисла, во една права насока, бидејќи тие договори за Македонија се длабоко травматични, и преспанскиот и овој бугарскиот, и тие договори едноставно мора да им се одземе нивната важност. Се согласувам. Меѓутоа гледаш они во серија работат, попис, локални избори, анекс кон договоров. Комисиите турбо работат. Немаме никаква инклузивност во опозицијата, или има инклузивност па се прави будала, не известува докаде отиде на работата на комисиите, бидејќи неве сега има учебна година. Моите информации говорат дека и учебниците каснат токму заради таа работа, околу некакви промени во историјата кои се направени ќутенкада. Види се, таа комисијата е многу интересна работа и тука има една, сега мене не ми е јасно од кои причини, тука има една одредба во целата лоша работа што имаме со тој договор со Бугарија, има пак една одредба што не ја користиме ние како македонци, дали тоа намерно, дали ненамерно, гледам не се актуализира од страна на опозицијата. Таму има еден член 8. Кажи го, Јанко. Член 8 еден има во ја го имам тука договорот со Бугарија. Има еден член 8 став 2. И сега тој вика дека таму се формира комисија, еве што ја спомна и ти комисија. Да, меѓудржавна и оние интердисциплинарни. И вика таа комисија да придонесе, еве цитирам, за објективно и засновано на автентични и на докази засновани историски извори. Научно толкување на историски настани на двете страни. Сега, при најелементарно граматичко толкување, тука вика дека комисијата на научно засновани докази ќе толкува историјата на двете страни. А двете страни се Македонија и Бугарија. И сега, видите вие сега, кога комисијата заседава во Скопје, они расправаат за Гоце Делчев, за Кирил и Методи, за сите македонски, за македонски, не македонски јунаци. Кога ќе отидат во Софија, повторно разговараат за Гоце Делчев, за Кирил и Методи, за Наум, Клименти Наум. А тука е кажано дека историјата на научно засновани докази на двете страни. И сега интересно е што никој не го актуализира ова прашање, ове наши. Каде е тука и бугарската историја? Нашите од комисијата се јавува во Софија да кажат вака: добро, вред, ајде сега да видиме вашата историја. Во 6-7 век ханот Аспарух кој бил, како создал бугарската држава. Значи на научно засновани докази ќе ги извадиме историските читанки. Ајде сега тука ќе ја толкуваме вашата историја. И таму ќе се види дека таа бугарска држава која создал ханот. Да кажеш дека во пракса овој договор не е за меѓудобрососедски односи, ниту по оваа комисија согласно тој договор не работи за усогласување на историјата меѓу двете држави, туку исклучиво ремоделирање на македонската историја. И па ева вика вака, тој став од вас е добар, вика, во рок од таму од 3 месеци во влегување во сила новog договора со цел продлабочување на заедна договорка двете договорни страни. Да. На научно засновани факти, двете договори. И сега нашите треба во Софија. Тоа значи и бугарската историја. Па како тие треба да кажат, ајде да се првата бугарска држава, 6 век хан Аспарук, го примат словенството некаде 7-8 век. Да. Таму. Кои се тие луѓе да видиме? Зошто сите бугари носеле таа титула хан? Те немат ништо со македонското и со словенското. Значи оно словенското го примат некаде 9 век словенскиот јазик. После дури и Кирил и Методи ги прават нивни, а уште кога е создадена азбуката, уште тогаш владеел тој ханот.
Друга работа да кажеме, самото име Бугар, и ако го види и ако го се види бугарското знаме, тие трите бои ако се видат, денеска такво таа белата, зелената што ги има таму, такво знаме денеска има Републиката Татарстан. Значи они дури тие научни кругови во Бугарија ние немаме проблем со нив, они си го признаваат татарското потекло. И сега само, значи нашиот проблем е со македонските јаничари. Тие сите се македонци. Членови на комисија, Не, тие во Бугарија што ни прават проблеми од Радев, Каракачанов. Тоа се македонци по потекло. Ако земеш ќе видиш кој од Егејска Македонија, кој од Ресенско, кој од Охридско, кој за време на балканските војни, нели бегале сите побегнале во Бугарија. И сега тие се луѓе кои не издржале во историјата. Добро, Каракачанов ти е влав од Влав, така. Па ако земеш Радев, Захариева, ова што беше министерката. Радев, да, од Ресен, да. За надворешни работи што беше, ако ги земеш ево и овие Ковачки, Џамбазов како беше. Добро, ама они се најагресивни, тоа се јаничарите. Значи тие се јаничари чии што семејства не издржале во историјата. Добро, ја разбирам нивната агресија. И сега да се вратиме на клучната работа. Значи проблемот е нашата одбрана. Па еве сега ова дава супер одбрана овој член. Ама треба да го примениш. Треба да го примени, па треба да го применат сега нашите. Сега тука што не се криви бугарите. Значи во целата лоша работа со овој договор, иначе генерално овој договор е лош. Членот 11 тука подоле вика дека во Бугарија нема, нашата влада се откажува од македонците во Пиринска Македонија. Арно во сета лошотија ова одредба е прекрасна. И тогаш ќе им го стеснеме маневарскиот простор, тоа ќе ги претегнеме во Брисел. Ќе ги ставиме во дефанзива. А како ќе им кажеме во Брисел? Еве, цело време викате дека не го почитуваме договор. Дури во таа преговарачката рамка овој договор се спомнува 5 пати. Да се почитува договор, да се почитува договор. И ние сега сме во една дефанзивна политика дека ние бегаме од договорот. Бугарите агресивно настапуваат дека договорот мора да се почитува с добро соседство. Добро во ред, одлично. Значи не е избалансиран во усогласувањето, се усогласува исклучува македонската историја, не бугарска. А тука се стои двете страни. Двете договорни страни ќе формираат заедничка мултидисциплинарна експертска комисија за историски и образовни прашања, која што објективно и засновано на автентични и на докази засновани историски извори. Одлично ќе ги извадиме историските извори. Ќе видиме историјата на Бугарија, ќе видиме историјата на Македонија. И таму ќе се види дека нема никакви заеднички точки, дека бугарите се од татарско-монголското потекло. И тоа нивни научници, тие што се прави бугари, тоа си го признаваат. Добро, значи ова е уште една причина, вториот проблем, вторава битка против ова моделирање на нашава историја, значи е уште една причина, драги гледачи, да утре повелете во 19:30, така Јанко, во паркот спроти собрание. Спроти парламентот, да се подсетиме на 30 септември дека не е ништо изгубено, дека доколку соработуваме ќе може и нешто да направиме. Така Јанко, прилика би било. Па така е сега, ние тогаш еве и ти си сведок во Континентал кога подпишавме таа спогодба, тоа беше 5 август 2018 година. 28 беа и после нарасна бројот на 84. Значи тогаш ние како партија Единствена Македонија и 83 здруженија македонски од земјата и од странство. Значи тоа беше еден блок со 84 организации кој што во тие 7 месеци ја водеше таа битка. Добро, за Јанко, одбрана на да името. кажеме, дали се слагаш со мене? Значи од минатиот пат, од 2018 година, еве последниве 2 години маливе партии успеавме да не се расправаме меѓу себе, што беше обратно од 2018, ако се сеќаваш. Така. Нели ја бев член од двете, бойкотирам, не одбив ништо и нели имаш еден обид за укрупнување, нели, на бойкотирам Македонија и движење бойкотирам, да. Знаеме, Мицов тоа го спречи, меѓутоа луѓето не знаат, нели, подоцна и тебе ти направи доста политичка штета, Мицов. Па тоа е една средба, да, така. На една средба, мислам, добро е да ја кажеме средбата, затоа што се лепат етикети. Ја бев сведок сум ти, присутен сум ти на таа средба. Па добро е да објасниш какви напори сме правеле и кој ги растурил тие напори. Па таа средба, кога се сеќавам, бевме јас, ти, Солза беше. Да, Солза Грчева, Драган Гриновски и Филип, ако не беше. Филип беше, Петровски и господинот Мицов Влахов. И од, како се вика народски, тоа, ничим изазван. Да, па мене и срам ме фати. И настана тоа, мислам, беше непријатна таа ситуација. Сега после се виде тоа, можеби не е случајно. Меѓутоа, Солза беше жртва, така, се слагаш. Ама после тоа можеби она не даде причина за такво навредување на Солза. Ама тоа можеби беше само поводот да се направи, може причините биле други. За да удри Единствена Македонија како што удри. Не и за самиот блок. Па да, целото движење. Па целото движење и па да не успеавме да бидеме едно.
Па не се успеал, тогаш веќе настана таа поделба, бидејќи тоа беше, да кажеме, непријатна ситуација која што се случи. Да, катастрофа беше. Посебно што Солза е жена и он ја навредуваше без везе. Па направи проблеми после, да кажеме, прво сакаше да го минира тоа движењето. Македонија бойкотира. Да. После, да кажеме, сакаше да ги минира протестите пред собрание. Тие започнаа на 17 јуни. Да, он на Калашникови се повикуваше. 17 и викаше нема потреба да се оди цело време, а народот мене и во партијата ми даваа притисок дај само да излеземе, само ние немаме став. Еве почнаа протестите пред собранието. Да. 17 пред тоа почнаа тоа секоја вечер имаше пред собрание. Сега он на тие состаноци таму тоа го амортизираше, стрпете се што малку, еве го септември, руските тенкови се тука некаде кај Белград. Да. Ќе влезат во Македонија, едни лажни, нереални очекувања се дава. Тоа нас не направи штети и во партијата, тоа се кажуваше и по комитетите. Да. И јас гледав дека амортизирано работиве, тоа мислам делуваше несериозно. Да, многу малце луѓе го знаат овој проблем што ти го направи. Па затоа користам приликава да објаснам. Не го знаат, не е така, јас бев свесен дека тоа и луѓето, ама ако тргнеш да кажеме скрос обратно се конфронтираш, па ќе биде непријатно по тие комитети наши кога одевме. Добро, не стаи пред свршен чин уствари он. Бидејќи претходно нели се промовираше. Беа тие проблеми, сега ние полека ги изгладивме тие проблеми. Имавме еден повик пред колку беше таму пред 4-5 месеци, значи еден повик сите тие луѓе што наседнаа на тие да се вратат во матицата во партијата, манипулации, да. Веќе имаме еден дел се врати, еве сега има некои здруженија спремни се да се вратат пак во матицата, да ја кажеме, во единствена Македонија. И тука можам да кажам дека еве тоа е голема заслугата, се види дека кога излезе во јавноста тоа досија Атлантик, фактички таму се види дека службата не правела решето. Освен Мицов го нема нигде. Го нема никаде службата. Мицов не е ни прислушкуван, Мицов не е ни пратен, а ја и ти сме 90% од Атлантик. Па и тоа покажа многу работи. Атлантик, дека сме биле, значи, објект на... Па затоа бевме толку скарани, ако се сеќаш, нели, се обидувавме да лепиме, да правиме. Видите се, тука јас не ја фрлам вината сега. Службите си ја терат работата, бидејќи они нема да не пречекат со сол и со леп. Знаат дека ние работиме да ги тргнеме од да го спречиме тоа предавство и треба да бидеме свесни дека најделуваме на голем непријател од другата страна, на моќен противник. Да. И затоа ние покажавме сила, бидејќи Заев беше убеден дека референдумот ќе успее. Да. Он беше убеден. Залетан беше Залетан, убеден беше дека ќе успее и сега и ова не се знае. Дури има еден момент во договорот, една одредба има со Преспанскиот, тоа никој не го експлоатира, дека Грција го условува ратификацијата на договорот ја условува и дозволата да ни даде членство во НАТО ја условува со, сега тоа е кажано, ќе го цитирам, со резултат кој што е конзистентен со договорот, а резултатот се излезе неконзистентен со договорот. Да, ама тоа го пречитуваат. Ама тоа не го кажа, има една одредба која Грција го условува, значи Па потпишувањето. не знам, они долго време не го ратификуваа. Ратификуване сега го ратификуваа, ама таму стои дека ќе го ратификуваат доколку успее референдумот. А референдумот не успеа и Заев беше успеан. Па видите тука од референдумот беше на 30 септември, во тие 20 дена кампања кој дојде? Дојде Меркел, дојде Тереза Меј, дојде Столтенберг, дојде 5-6 министри за надворешни работи. Тогаш дојде таа Могерини како европска комесарка, дојде Хан. Сега тој Матис е посебна приказна. Тој дојде, ние ја имаме таа снимка уште во авионот. Кога слетувал во Скопје, Шекеринска беше тогаш министерка за одбрана, уште тогаш јасно кажал пред новинарите на тој брифинг, доаѓам во Скопје да го спречам руското влијание. Тогаш власта направи катастрофална грешка, ја водеше кампањата на антируска основа. Се сеќаваш, кој не обвинија, руски инсталации, руски пари. И кај се тие руски пари? Кај се тие руски инсталации? Па јас ако сум министер за внатрешни работи, утре да знам дека некој зима странски пари, веднаш ќе го уапсам. Еве јавно кажам, веднаш ќе го уапсам, еве. И кај се сега процесот има една пријава, кај се тие руски пари, кај се тие руски инсталации. И оние градеа ова наратив врз база на спекулации и кафански разговори што во Атлантик се гледа. И ги злоупотребија нашата определба. Ние како партија не кажувавме дека ќе градиме ѕидови према Европска унија, него ние кажавме светот не завршува до Брисел и Вашингтон. Има други држави, Кина, Русија со кои може да се соработува, има БРИКС. А нашиве слепци гледат од 90-та година до Брисел.
За нив повеќе светот не постои. Во Брисел завршува. И гледате што се случува, послужат за подсмех на меѓународната сцена. Еве го виделе некој Таченек се глупира во како говор одржа на Русија. Не се заканува на Русија, него гледате како говор одржа. Одржа говор за климатските промени, за поплавите во Пакистан, за едно чудо фалење на ЕУ, НАТО, не кажа збор за македонските национални проблеми, не кажа збор за македонците во Грција и во Бугарија. А види го говорот на Вучич. Од 20 минутен говор, 18 минути зборуваше дека мора се почитува територијалниот интегритет, дека Косово е Србија. Добро, Вучич е дефиниран суверенист, не. Па сакам да значи говорот го искористи светот да го запознае со проблемите на Србот. И видите се, секој 3 септември еднаш годишно тие светски лидери се собираат под еден покрив во Генералното собрание во Обединетите нации. Генералното собрание е единствен орган каде што членуваат сите држави членки на Обединетите нации и сите имаат по еден право по еден глас, без разлика дали се мали, големи, развиени, сиромашни, богати, сите се рамноправни. И таа извонредна прилика да ја искористиш, да ги кажеш проблемите. Од сега да бидеме реални, таму некој во Африка, некој председател нема слушнато за Македонија или за проблем со Бугарија, со Грција. Како ние сега што гледаме таму тие племине по Африка кога се тепаат, дали кој е во право, кој е во криво. Гледаме на телевизија слики како ќе презентираат и така е перцепција. И сега тоа е клучен момент таму, ама Вучич таму, ако му гледаш говорат некои уште во првата минута кога кажа, извинете, вика, нема денеска со дипломатски речник, ќе ви ја кажам вистината во очи. Така го почна говорот. И таму почна дека бомбардира на Србија од союзничкото НАТО, дека територијалниот интегритет не се почитува, па направи споредба што е побитен територијалниот интегритет на Украина од тој на Србија, кога нити им го земаа Косово. Значи државнички говор за проблемите на Србија. Овој Нашиов Ковачевски еднаш не спомна македонските национални проблеми. Па не е македонец за да се И видимо го говорот, абе за поплавите зборуваше во Пакистан. Имало поплави во Пакистан. Тоа меримо го паметот. Не му го мерам, ова е номенклатура и не сум ни изненаден, ова е номенклатура атлантистичка која е поставена јако за да функционира на овој начин кој што ти опиша. Па така ги поставуваат. Затоа ги поставуваат. Меѓутоа се вратиме назад, значи еве утре е 30, би требало да почнеме другачие да се однесуваме, да размислуваме, убав е денот, нели, за да се реорганизираме со бугарските проблеми. Абе ти убаво кажа преска, сега е најбитно, значи сите овие македонски, да кажеме, организации, значи ние мора тие национални интереси да ги имаме сите во предвид. Ние може да се расправаме за се и се што. Да, ние мора да се ја вратиме државата назад. Па ја и ти сме пример за тоа. Ние мора да се ја вратиме државата назад. Значи мора да ја поставиме на тие темели национална држава на македонскиот народ со гарантирана положба на сите малцинства во државата. Значи така функционираат сите европски држави. А ние сега сме некоја збирштина на заедници. И сега што е поинтересно, ако ги видиш таму сите заедници, ромската, турската, српската, бошњачката, сите се поистоветуваат со некои држави. Си имаат своји држави, Турција, матични држави, Босна, сите имаат матични. Ове Србија со Србија. Сега само македонците немаат сопствена држава. Значи ние сме заедница без своја национална држава. А ако ги видиш уставите во сите европски држави, таму во член 1 во сите устави почнува референцата со мнозинскиот народ. Да, Јанко, ама овде мнозинското население има оспорена историја, јазик, тоа заедно све го кажувам етногенеза, каде позади кој предлог и преговори и договор со Бугарија за добрососедство и овој анекс што се гласаше стои комплетно естаблишментот на Брисел стои позади тој договор. Едноставно македонците треба да бидат бугари. Цела Европска унија стои позади тој договор. Они стојат, ама немаме ние сега власт која што ќе им парира дека ќе им каже дека тоа не може да помине. А имаме ли опозиција? Дека па види сега, ВМРО ДПМН во однос на бугарскиот договор добро се држат. Сега тука да бидеме реални, јасно кажуваат дека тој договор ако не успеат сега да спречат, значи ако дојдат на власт ќе го поништат. Тоа ќе го репреговараме. Сега мора да бидеме објективни. Ама за да го репреговараш треба да го анулираш. Да го репреговараш. Значи треба од тој договор значи ќе се поништи. Ниеднаш не е изустен зборот ќе го раскинеме договорот. Ниту еднаш не е кажан, затоа не би било добро ние да викаме во име на ДПМН дека ќе го раскина договорот. Не го кажаа дека ќе го раскина. Диаметрално им е сега позицијата во однос на преспанскиот и овој бугарскиот. За преспанскиот не постоеше ДПМН. Така, сега за овој бугарскиот сега јасно кажува дека не само од првиот човек што е Мицковски, него раскинувањето не е јасно. Не сум го чул или можеби сум сгрешил, потсетиме ако и дека кажала ја не сум чул. Тоа што го каже го кажува дека
на прашањето како со, значи ќе преговараме наново. Значи тоа кажува дека ова не е прифатливо. Добро, а за да преговараш наново, мислиш дека бугарите на ратификуван договор ќе се сложат наново да преговараат? Ами јас ако се прашувам нема потреба што да преговараме. Јас кажав преска светот Не, твојот став ми е познат. Говорам за опозицијата, парламентарната опозиција. Јас ќе повторам мојот став, светот не завршува до Брисел. А ако не сакате во Европска унија, пријатно што нема што Меѓутоа и левици и ДПМН се за Европска унија. Они јасно си кажуваат дека се за Европска унија, ама не може под овие сега кога таму сакат усвар не го таму веќе не избришаа со преспанскиот, па сега со ако се сеќаваш територијата со коси црти се интегрира. Ако се сеќаваш тогаш Хан и Могерини кажа, они беа тогаш комесари, кажа вака, ова ви е последната пречка со Грција. Договорот и станувате членки на НАТО и на Европска унија. Еве сега тие лажат, тоа е очигледно дека тие лажат. Ами ова се ова Урсула како се вика, фон дер Лајен, па и таа ги лаже. Ај со Бугарија попуштете, ќе влезете во Европска унија. Значи ова ги лаже. А таа Европска унија додека ние влеземе ќе се распадне. Како што работи. Да, и додека ние направиме нешто со бугарскиот договор, комисијата ќе заврши и ќе почнат учебници да се појавуваат согласно тие заклучоци. Ние мора да водиме промакедонска политика активна, бидејќи ние 30 години водиме дефанзивна политика, плашлива. Сега сме па уши во полоша ситуација. Гледаш, не македонци ја водат надворешната македонска политика. Значи мора сега тука тоа цело време што го зборувам има едно ама. За да се направи ова треба да дојде власт со национална и патриотска определба. Инаку Па добро, има и други алтернативи, не мора само власт, може овој систем да се блокира, може да се уништи и така натаму. Па има со граѓански протести. Бидејќи јас не само со граѓанска непослушност, диверзии, чуда врагои кога ќе фатат, ќе идут затвор, кога нема да фатат, нема да идут затвор. Кога се работи за јазик и историја на еден народ и негово исчезнување, тука веќе е смешно како опозиционери да се повикуваме на право и правна држава. Истата правна држава што нас не укинува како народ. Во тој контекст ја мислам дека опозицијата, тоа е моје мислење, дека опозицијата ни близу не одговара на моментот во кој се наоѓаме. Ние веќе нема што да изгубиме. Ова е греф што се прави. Јас прочитав пред еден член. Се откажуваш од цела една група македонци во Пиринска Македонија. Предходно со група дел од македонскиот народ. Така, предходно со Преспанскиот договор се откажавме од македонците во Егејска Македонија. Значи тоа е еден геноцид и тоа а истите малцинства на комшиеве ги ставаме у нашиот устав. И прашање на денот како што е барањето да влезат бугарите. Прашање на денот е да не им текне нови наши македонци од Егејска од Пиринска Македонија ќе личи на К15 комунистичка емисија, дојдат во Скопје да барат право од македонската влада. Да. Тука во Скопје пред владата штрајкуваат. Само да на Жанета Петровска обединете се сите мали организации. Па ние сме обединети у борбава, Јанко, ја колку знам. Никогаш не сме биле на различни страни околу тепачка. Околу националните интереси, јас кажувам, ние мора да бидеме сите обединети, мора да се вратиме државата назад. Сме обединети, не реагираме, немаме активитет. Мора државата назад, а после кога ќе во едно кога ќе ги одбраниме националните интереси, после на избори може да се расправаме. Некој може ќе биде за ЕУ, некој за Русија, некој за Кина, некој за НАТО, нека си тера надворешна политика. Меѓутоа сега сите мора да бидеме ние промакедонски да ги одбраниме македонските интереси. Од нас веќе гледате, не бришат од светската мапа на нации. Почна со Преспанскиот, еве го и овој бугарскиот како што работи во власта, ги прифаќа сите определби и сега како што гледате клучните преговарачи, не ни видите, владата ги назначи двајцата шефови што ќе бидат на тие преговори, едниот е Маречич, едниот е Бујар Османи. Некоја трагедија, македонци нема. А само македонскиот дел од оваа голема историја на оваа територија се е предмет на преговори, тоест на моделирање во бугарска корист. Па затоа немаме автентична македонска власт. Тоа 30 години, тоа не е од сега, сега тебе се познати политички прилики 30 години. И откога ќе отидат во пензија од 20 председатели, Црвенковски и Ѓорги Иванов, сега Ѓорги Иванов Црвенковски го нема никаде, од време на време пушта некои изјави, а додека беше председател и он носи вина, Иванов. Он може да го спречи тоа. За Преспанскиот зборувам. Па он можеше и да не даде мандат на Зоран Заев. Можеше он многу работи да направи, не ги направи. Меѓутоа народот наш има кратко паметење, така да кај нас е све можно, значи тие што 2018 не оставија сами повторно сега да бидат патриоти, да зависиме од нив. Тоа ни се повторува циклично. Абе што е поинтересно овие што ги гледате сега, што ги гледаме овие марионети, дали политичари, дали
новинари од постарата гарда, или ти ги знаеш, тие 30 години кои што го држат медиумскиот простор, дали овие политичари, па тие се така научени. Тие утре Путин да дојде во Скопје, први ќе го пречекаат со лепи сол. Па добро, тоа е наш врховизам кој секогаш работи. Тие се така научени во турско турци, во каурско каури, во капиталистичко капиталисти, во социјалистичко социјалисти. Значи и во југословенско југословени, во македонско македонци. Значи така се научени и ќе терат таа агенда за лични партиски интереси. Добро, сметаш дека треба да се редефинира целото дејствување. Значи, ја би исфрлил овој термин обединување. Ние сите сме обединети. Ние немаме проблем околу политичките ставови за генерална македонска борба за опстанок. Меѓутоа, во дејството сме многу слаби. Па видите се, точно дали е прв чекор дека треба да си признаеме? Точно е дека сме слаби ние. Втор момент е да кажеме, еве имаме целосна медиумска блокада од затоа го правев студио. Од медиумите. Еве овие се напори, обиди така да се допре во јавноста. Па вие гледате, јас некни поднесувам таму жалба против директорот на тајната полиција, бидејќи претходно за Атлантик. Сега се враќаме на референдумот. Атлантик е референдум и бойкотира. Па да, ја тука го имам, поднесов. Јас сум на суд, знаеш. Да, на 3 јуни еве го поднесов барање да ми даде известување дали против мене се собирани тајни податоци. Тоа се заснова на членот 51 од законот за АНБ. Кој што законот се барам официјално и законот се кажува дека секој лице може да се обрати, да побара, да му се даде известување дали против него се собирани тајни податоци. И сега директорот има рок 30 дена по законот. Овој сега директор што го спремаат за Париз да биде амбасадор. И не ми одговори во рок 30 дена, нек ми поднесов жалба поради молчење на администрација. Сега второстепениот орган има исто така рок од 30 дена да се произнесе, ако не после веќе се отвара патот за судска постапка, ќе поднесам тужба. Значи ова работа мора да истерам до крај, бидејќи незаконски сме следени и преслушувани. Ама што ми беше поентата? Значи јас некни на 22.9 поднесувам жалба под ова за незаконско следење, преслушување. Тоа е, значи, тоа по самото по себе е скандал. Без разлика дали е помала партија, поголема, дали е еден граѓанин и еден човек ако се слуша во државата и обичен граѓанин, тоа треба да биде скандал во државата. И сега пази што случува. На сите овие работи еден медиум не го пренесува. А тој ден порталите сите пренесува Бочварски се женил. Па да. Еве, види го тоа издене на 22.9. Бочварски ги пуни со кеш, бе, Јанко, ти не ги пуни. Ама тоа е чудо некој. Тие новинарите стално се жалат, вака биле малтретирани, така биле малтретирани. Не треба, тие треба човек да ги фати, да ги тепа и да не им даде да плачат. Ти пази, во изден поднесуваш досие за незаконско, тоа треба да биде вест на денот. Следен председател на политичка партија, преслушкуван тајно, преземане 3 оперативно-технички мерки, тајно следење, тајно преслушување и тајно аудиовизуелно снимање. Да објасниме, мерки во целост, 100%. И тој ден сите портали удар на вест се женел министерот. Меѓутоа плюс дополнително Атлантик не споиле со истрагата. Атлантик се вика онаа која е за 27 април истрага. Они никогаш не ја затвориле, туку нас не напикале како македонски екстремисти во таа истрага, а уствари го контролирале процесот на бойкотирање на референдумот. Па зошто викам јас сега ова ќе го истерам до крај? Сега чекам да помине и овој рок второстепениот орган, после вика судски, ќе истерам до крај бидејќи ние сме незаконски следени. Тоа е скандал. Зошто? Најголем доказ дека е незаконски, против нас нема ниту една пријава од АНБ. Да, па сега 5 години. А таму сум заведен како човек кој што сака да го руши уставниот поредок. Тоа е најтешко кривично дело. Има едно само, јас сум сакал да го убијам Зоран Заев. Так, и атентат се спремал. Тоа се најтешки кривични дела. Значи него пензија да. Тоа сакам, значи тие агентите на тајната полиција пишувале кафејански мобети во тие белешките. Да. Пари земаат руски, сакаат Заев да го утепат, ќе го рушат уставниот поредок и Заев наседна на тие финти, ако се сеќаваш и он излезе како премиер, така бомбастично најави, имаме информација од тајните служби дека 300.000 евра бизнисмен руски Савидис им дава на протестантите, Заев атентат се спрема. А Заев со него чека нова година. Чека нова година со него. И му го шитна комбинатот во Крушево. Во Солун таму со него и со брат му, со жените и овој Савидис. Тутунскиот комбинат од Крушево му го продаде на Савидис. И сега кој кафански мобети му ги пишувале таму тие, ајде и кажеме така, агенти, ама тоа за народот, кога ќе слуша народ
народот не ги разбира толку овие работи, тоа звучи кога ќе кажеш тајната полиција има информации, Да. Палчо сакал да го утепа Заев, Бачев сакал да го руши уставниот поредок. Така не воделе идеолошки И инспирации. кај се сега нема ни една пријава. Па тоа е најголем доказ дека ние сме законско следени. Ако сме го рушили уставниот поредок, ќе мора затвор да. Добро, имаме архивски бројчиња, ти виде дека тамо Анаб ги потврди во моето кривично гонење, Анаб има допис дека ни се веродостојни документите. И затоа сакам ова сега до крај да го истерам, ама гледате од медиумите цело се молк, блокада. Па да. Тоа значи во еве кога беа тие бомбите што ги вадеше Заев тогаш, бидејќи медиумите, тие се медиуми, ја ги нарекувам на зверот, значи по целосна контрола, Атлантистички купени атлантистички, и затоа немаше збор за ова. Во јавност го прикриваат, ама ова е скандал само по себе. Не знам. Добро, таков однос има, го кон референдумот има исто таков, кон пописот исто таков однос и јас не го правам за мене. Ја генерално го правам тоа за сите граѓани. Не смее да се прислушуваат и следуваат од политичките неистомисленици. Кроз на политички причини и нас сега АНБ или тајната полиција не враќа во едно минато време, во посебно во период на многу важен референдум. Така, значи ние тогаш само го искористивме нашето уставно загарантирано право на протест. И на бојкотирање. И на бојкотирање. И затоа сега јас не застанав тука, и затоа сакам вечер да му препорачам тука од твоето студио на Османи, пред време да не се радува дека Виктор Димовски кади во Париз, бидејќи јас веќе остварив комуникација со Макрон. Да, ми кажа дека си испратил допис. Така, еве го дописот тука е дописот, тука е исто на француски преведен, еве тука стигна од него 3 последователни пореки на француски од кабинетот, тоа се 3 последователни пореки кои се сведуваат на тоа дека овие пореки дека барањето прво не известува дека е примено, второ дека е дадено на државен советник од кабинетот кој што треба да го на Макрон, и трето сега тој државен советник треба да изготви мислење и да му даде мислење на претседателот во однос на наводите кои што јас ги кажувам во моето барање. А наводите во главно се сведуваат на тоа дека ние сме незаконски следени и прислушувани. Зашто имаме и докази. Имаме и докази ова, и сега се разделува барањето и јас во тоа барање барам на директорот на тајната полиција да не му се одобри агреман. Затоа што има нарушено темелни демократски права. Па тоа ќе биде голем право на бојкотирање. Тоа ќе биде голем срам и за Франција. Голем срам, бидејќи ќе се руши дигнитетот, угледот и на Франција и како членка на Европската унија. Да се даде агреман на лице кое што незаконски ги следело своите политички противници, усвари противници на власта. Неистомисленици на власта. А ние сме од политички причини следени и прислушувани. Немаше, пак ќе повторам, нема ни една пријава. Од терористички ти од не знам. Лице кое што го загрозува уставниот поредок на државата, тие се најтешки кривични дела. Да. И нема ништо. И сега тоа беше тогаш забава му требаше на Заев за референдумот. Значи он кампањата ја играше на таа основа, на антируска основа, со која што нас во јавноста не представија како инсталации, како пари што примаат. Ама таа не им успеа, таа кампања не им успеа, народот одлучно кажа не на преспанскиот договор и ја порази политиката на Заев. И Заев тогаш, ако се сеќаваш, си кажа вака, кога го прашува што ќе се случи ако референдумот не успеа, и сам си кажа, тука вика завршува мојата политичка кариера. И пак излажа. Па добро, не успеа референдумот, ја погази референдумската волја. Значи тогаш требаше се да се прекине кога не успеа референдумот. А они ја продолжија и го сменија после уставот. Купија тие 8 пратеници таму што беа оценети и подкупени и го сменија уставот. Сега ние кажуваме пак тој македонистички, како да кажеме, блок ориентирани луѓе со национална патриотска определба, ние кажуваме дека борбата продолжува. Така е. Затоа утрешниот датум е добар датум. Убав датум за регрупирање или ја би рекол реорганизирање на сите нас. Так. И значи нашата борба продолжува. Дури во најлоша варијанта, не сакам да бидам толку скептик, и ние ако не успееме, ќе остане аманет на следните генерации. Ова не смее да помине тоа, не смее да остане тоа договори. Не успееме, ќе биде голем проблем затоа што ние сме утка генерација во тој случај. Па видите сега ние како зборуваме сега пред 100 години тие нашите претходници не успеале. Во Букуреш ја поделиле Македонија. Не успеале нашите претходници. Сега да не бидеме ние како нив. И за нас после 100 години да кажуваат не успеа. Немаше отпор, пројде така се. Ние сега во нашата историја учиме дека Илинденското востание не успеало, нашите револуционери не успеале. Во Букуреш 1913 тие нашите интелектуалци и револуционери што биле не успеа да спрешат поделбата на Македонија. Сега не дај Боже
да не ја повториме иста ситуација и за нас после 100 години да викат не успеа и они. Али јас само можам лично да кажам да се забе там за мене лично и за партијата што ја водам Единствена Македонија, ќе опстониме на овие определби до крај. Да, Оти нема повеќе што нема алтернатива веќе. Види сега, Лјупчо, нема што да изгубиме. Сега јас да кажеме сум целосно внесен во оваа работа, во македонска работа. Сега некој ќе каже па сите го зборуваат тоа, што не слуша вечерва. Сите го зборуваат тоа, се прават патриоти. Еве ја ќе наведам 3. Ама не действуваат. Еве ќе наведам намалку 3 аргументи во кориш што укажувам дека тоа ми е целта, дека пред мене ја гледам само Македонија. Да кажеме 92 година кога почна проблемот со името. Тогаш јас цела 92 година ја поминав на протести по западните метрополии, ако се сеќаваш кога не блокираше Европската унија. Да. Да кажеме тогаш во Луксембург, во Брисел, во Холандија имаше протести и тие нашинци од Западна Македонија секаде ги правевме тие протести, дури тој во Луксембург кога се очекуваше признание, Денко Малевски беше таму и не излезе да ги поздрави македонците. Избега. Тоа е да кажеме еден момент. И јас лично сега во ова криза, кога секој млад човек со едната нога е да бега од Македонија према западните земји, јас да кажеме уште од дете во тие западни земји да кажеме имам постојан престој. И не сум останал таму. Јас можам прв утре можам прв утре да отидам, не да бидам бегалец или емигрант, него со легален престој да татко и мајка. Значи јас не сум останал таму. Сум можел уште 90-та година. Тоа е еден момент. Втор момент, ја 2001 година не бев припадник на Министерството за култура или на Македонската опера и балет, бев припадник на Министерството за внатрешни работи во безбедносните структури на државата. 2001 година кога водевме борба против албанските терористи. Значи бев во безбедносниот дел. 2001 година кога сите избегаа по Халкидиките се сончат, јас имав, кажав тие документи, можев прв да го фатам авионот да избегам во Запад. Јас бев цела 2001 година тука во Македонија. А можев да кажем. Трета работа, целата моја научна и лична кариера е борба против овие предаса. Значи јас моите магистерски, докторски студии беа на тема на името. Сакам да кажам дека ова што го кажувам, го зборувам искрено од срце, бидејќи мојата национална и патриотска определба е таква да јас сум решен до крај да останам тука да се борам за оваа држава. А можам уште утре да напуштам ако сакам. Да, ама слабо го правиме тоа, Јанко. Резултатот нас не убива. Точно е сега. Ова што го кажа се слажам. Ја не се сомневам во тоа. Ние кога ги правихме тие протести 7 месеци и сега веќе ми остане во сеќавање, тогаш 31 јануари 2018 година решивме седница на собранието за промена на уставот беше закажана за 9 јануари 2019 и ние 31 декември 2018 ја чекавме пред собрание протест. Да, ладно беше. Ладно, па тоа што од 1 декември ги поставивме шаторите и 31 декември ја чекавме пред собрание. И сега се навратам на ова што ви кажа дека не е слаба. Резултатот и свеста кај народот не е можеби на тоа ниво. Сега затоа тоа го кажувам. 31 декември ние пред собрание бевме може околу 700-800 луѓе. Значи, на тие протести тоаш. Околу 700 луѓе. Таа вечер на 31 декември на 100 метра од нас на площад Шилегов го донесе Дино Мерлин. 100.000 народ. И после кога заврши концертот, овие покрај собрание си одат и не гледат така пред собрание. А 100.000 народ на 100 метра од нас. Па исто и со ракометот, исто и со фудбалот. Јас таа слика ќе ми остане доживотно. Ние тука 700 луѓе против името, а ваму 100.000 народ на Дино Мерлин. Да, ама Јанко види, кај Дино Мерлин не тепаат, кај Дино Мерлин не се губи работа, кај Дино Мерлин на концерт не ти се зима минус, не те деградираат на работа и така натаму. А пред парламентот за македонскава борба се гине. Тоа е тој страв за кој ја цело време говорам и калкуланство, што треба да најдеме начини ти и јас како да ги убедиме луѓето дека стравот е само у нивните глави, дека овие не се толку моќни колку што ние се плашиме. Така е, повеќе може би стравот е кај. Уште повеќе тој страв се всаде, некој по 27 април тоа што се случи со што ги затворија Неви што се фрлени по затвори по Идризово по затворите низ Македонија. Па од минатата година ја и не гледам дека опозицијата се претегна нешто околу тој случај, околу тој предмет. Освен што маркетиншки во разни настапи по телевизија го користат. Види, жална е таа слика. Еве да кажем јас лично со Јане Ченто се знам долги години, пријатели сме. Жална е таа слика што доживува. Гледате се, не можам да ги сватам тие луѓе
тој пазар, еве Кацарска, ќе ја земам пример, гледа сега повторува историјата. Например, 48 година, кога е суден прадедото на Јане Ченто, Методија Андонов Ченто, го суди Панта Марина. После од насудењето, од судија на апелационен суд, станува оди во Врховен суд и станува председател. Изгледа сега Кацарска. Исто се пазари со Заев, го суди Јане Ченто, од судија во Основен суд, оди во Врховен суд и станува председателка. И не можам да ги сватам, тоа се луѓе монструми, се договара, фрла човек 15 години во затвор за да добие функција. Тоа е несватливо. Не, сватливо е. Значи, тоа е врховистичка структура која добива пари, бенефит. А што бенефит стана председателка на судот? Те ви го бенефитот. Како мал бенефит ли е тоа, Јанко? Секој предмет... Ама тоа си игра со човечка судбина, фрла 15 години затвор. Ама не случајно се наоѓа судството на таа гранка, затоа што они и стравот го наметнуваат преку судот. Главно орудие им е тоа. Ама овие како се нафаќаат, еве судиите, прават непристоен пазар. Ама он само говори македонски. За функции. Ама он говори македонски и тепа пари. Он воопшто не го интересираат, нема он емоција која имаме ние. И за да он може да се откаже од некакви бенефити, власт, социјална позиција, за да се посвети на Македонија. Едноставно Македонија е територија во која крадат, Бејанко. Добро, нели размислува дека може историјата да и се повтори? Еве и прадедото на Јане Ченто го суделе, 90 година се растори Југославија и излегува документите. И го рехабилитира. И сега ова нели е свесна дека после 20, 30, 50 години ќе се повтори историјата, на столбот на срамот ќе ја стават. Не бе, чашуле тие на ДПМН телевизија во Алфа. Дедо му беше обвинител. Зашто така говориш? Не сакам да кажам... Силна е врховистичката власт овдека, која само говори македонски, е многу силна, Јанко. Ама еве сега Кацарска која се пазарала со овие, има веќе пред неа еден преседан, еве со судењето на прадедото, на првиот председател на Ченто. Значи ќе се повтори историјата. Ама еве гледаш дека не се плаши сега, што кажуваме нешто. Тие луѓе сега што страдат, после да кажем одреден период, циклус кога се сврди, тие луѓе ќе бидат херои. И денес се херои, бе, не мора да ги ослободиме. Они имаа храброст да влезат тамо да се спротивстават на Заев. Прашањето, ние сега тука седиме и говориме за политика. Политиката треба силно да се завземе за тие луѓе. Од 26 Јанко, кога преку Инфомаксона го објавивме Атлантик и кога реагираше народот како што реагираше, што направи парламентарната опозиција за тие луѓе последниве 2 години? Па имаше некои протести, колку се сеќавам, еднаш или два пати, како беа. Вака, имаме работа со монструми, се согласувам со тебе, и за Кацарска и за сите, тоа се антимакедонци, и сега јас повторно, за да направиме нешто, ние мора да се свртиме код себе, сите грешки. И она за Мицов, гледам, има прашање, кај Мицов и што, тоа треба брла, мисламе, ќе треба од почеток да го гледаш, подосна си се уклучил. Значи, сите наши грешки од 2018 до денес, ние мора да ги ставиме на маса и да не се повторат. Така. Во тој контекст говорам и ова за обединувањето. Значи, ние сме обединети, Македонија, сите нас не обединени, оние што имаме емоција према Македонија. Па таа е, тие се неколку точки. Дејството ни е катастрофално лошо, тоа беше делов од емисија. Значи, треба организацијски само критичен делов. Па треба, значи, малку тоа посериозно организацијски да се спреми. Еве сега, да кажеме, во иднина и некои процеси ако се прават, значи треба да малку да имаме по блиска координација. Да. Околу сите тие, да кажеме, активности што треба се водат, и затоа јас кажав и напишав еден пост за утре, викам ај ова нека биде почеток да видиме колку ќе излеземе. Регрупирање, така, да видиме колку ќе излеземе. Еве јас добивам во тоа инбокс еден куп пораки. Некои од нас више влегува во политички коалиции. Сега не е иста состојбата од 2018. Па да, тоаш... и ние се измеривме, се извагавме сите. Колку сме упорни и доследни у тепачкава. Па сега тие горе-доле, видите сега, освен единствена Македонија, горе-доле во Македонија има 50 на партии, 20 на се во коалицијата со ВМРО, да помне, 20 на со СДС, другите се 10 на се албански. 3-4 се. 10 на албански партии, значи тие се рамките на двете коалиции. И сега останува тој вакуум, да кажеме, да се пополни тој, како да го кажеме, тој патриотски национален дел, и тука
како што кажав сега, еве во еден сегмент ВМРО ДПМН, да кажеме, зашто кажав преска, во тој дел добро се држат со бугарскиот договор. Сега околу уставобранителите, како да и кажеме, што кажа, значи... Не, уставобранители го бранеа од уставот од Заев затоа што знаеа што прави Заев. Значи тие луѓе мора да се смисли некако како да се извадат од затвор. Дај да кажеме во оваа емисија нели ги актуализиравте, постои прашање. И сега нели приметувате дека парламентарната опозиција воопшто на дебатни емисии само кога ќе се појави во јавноста тема уставобранители, нивната позиција, па дури и состојбата во која отслужуваат затворски казни е нефер. Пример, Јане Ченто не е во прилепа, по законот стои дека државата е должна Јане Ченто да издржува казна во најблискиот затвор до место на живење. Добро, има таму тоа се кривични дела до 3 години затвор, овие се по 15, по колку се. И па да, ај на Јаска нека го пратат, у Гвантанамо нека го пратат. Да, а и сега они што се слагаме аз дека треба, ама сега овие законските обврски така. Ама освен ние, овие прашањето е дали сметаш дека парламентарната опозиција доволно се заангажира и активна за овие луѓе. Па видете се, еве да кажеме, може да се направи некој притисок во смисла еве уште се чека на таа веќе со години стана таа одлука од Врховен суд. Таа е многу битна сега. Они имаат таму да, за да може да идат на Страсбург. Вонреден правен лек. Не во Страсбург, ако им го сути барањето може Па они се бранат од слобода бидејќи имаат издржано и сега таа одлука повеќе отколку законот што предвидува притвор. Од апелација им ја потврди, им ја одби жалбата и сега се на Врховен суд по вонреден правен лек и сега што е така малку интересно, многу касни тоа веќе, мислам дека повеќе од година дена уште Врховниот суд се нема произнесено. Да. По нивното. Моите информации се дека калкулира политикава и судството кој е исполитизирано со случајот од Диво Населје. Кумановскиот терористички чин. Па јас мислам дека ги врзува дуи. Дека нашето судство знаеме, дека пресудите им ги пишуваат по политичките кабинети. Сега Заев, ако сака преку влада, там може утре да им се усвои одлуката. Значи е толку битен што не го спомнеш. Па и еве и онда кажеме, они ако сакат уште утре можат преку тие нивни судски инсталации, уште утре можат овие деца да се да, затоа велам дуи калкулира, сака некаков бенефит за Диво Населје. И сега јас себе тоа е еден апел, да кажеме, Заев, веќе си ја оствари желбата за одмазда, им се одмазди. Да кажеме, веќе 5-6 години веќе кога се по затвор, колку се од 2000 пет полни. 5 полни, така, значи, еве се оствари желбата. Нели таму во собранието што беа тие гужвите како го. Ти ако не знам за да се гледал таму пресудата, Јане Ченто е во, да пример, 15 години осуден само за тоа што му удрил клоца на Заев. Да. Па да го утепаше немаше да лежи толку. Еве, жртва да паднеше Заев немаше да лежи 15 години. Добро, му удрил клоца и 15 години. Па добро, во Атлантик Јанко се назира договорот помеѓу ДПМН и СДС, тогашни раководства, во реализација на таа драматургија во која овие деца кои со искрени намери влагаат внатре се продадени. Нив ги понесе емоции. Да, ја говорам за тоа сум сигурен. И сега тука има тоа сите го видовме дека ни беа емотивни. Тука има многу интересна работа. Тоа што кажуваат од ДСД што е на пумпа работа државен удар. Каков државен удар? Кој ќе го правише тој државен удар? Па не успеал, па власта успеала успеале да спречат државен удар. Кој го спречи тој државен удар? Ѓорчев што застана во собрание пред Заев и пред село, он ги спаси. Ако сакаше народот Ѓорчев има васионска кариера. Ако сакаше народот да ги линчува, тоа мислам една смешка. Во тоа време ВМРО ДПМН уште на власт. Тогаш веќе Груевски нели се даде оставка, ама уште ВМРО ДПМН на власт, Емил Димитриев мислам ако не беше кој беше као премиер. И сега во тоа време замисли сега го обвинуваат ВМРО ДПМН, па и тие другите таму сега што ги судат, тие дечица таму тој што бил на ДБК, како беше името по овие спиралистевски, Трајко Велјановски, тоа се смешки живи. Трајко Велјановски терорист. Живи смејури. И на петиот спрат во зградата правеле план за државен удар. Како бе државен удар сега? Необично со државен удар се симнува власт. Никој не одговара на клучното прашање. Како може да има државен удар? Во тоа време Ѓорги Иванов е претседател од ВМРО ДПМН поставен, председател на војска, на врховен командант на армијата.
Пред тоа го сменија ВМРО ДПМН закон за внатрешни работи во кој што клучните надлежности му ги дадоа на директорот на Бирото за јавна безбедност. Министерот беше кукла. Да. Немаше никакви овластувања, клучните работи во полицијата паднаа на директорот за јавна безбедност. Директор на јавна безбедност Митко Чавков, последно ВМРО ДПМН. И сега ВМРО ДПМН ја има и војската и полицијата, прави државен удар и не успева. Да. Мислам, тоа се смешки и овие што влегува во собранието, нив тогаш ги понесоа едни емоции и се створена психолошка атмосфера таму, тоа до сега не го кажува никој. Таму имало двајца припадници на ЦИЕ околу собранието и таму е створена психолошка атмосфера дека они влегува на кај 7-8, дека во 9 сат Георги Иванов ќе прогласи војна состојба. Не бе, тоа се брифирани, има и се створи, тоа е написано. И кога се пушти тој муабет психолошки смислено во толпата, но не ЦИЕ име и презиме, Синиша се вика, човекот советник за безбедност на хора. И луѓето се охрабрија. Георги Иванов ќе прогласи војна состојба и ако гледаш таму на врате полицајци си стојат. Готово наши полицајци, нели, нашите ВМРО на власт. Георги Иванов ќе прогласи војна состојба, полицајци стојат мирно, луѓето се влегуваат внатре. Да. И тука беа они најмногу изманипулирани тој психолошки ефект. Е сега тука треба да се открие која створи таа психолошка атмосфера, да ги намести да влезат да влезат внатре и они наседнаа на тоа дека ќе има војна состојба во 9 сати. Еве за почеток Сашо Мјалков не е во Македонија заедно со Никола Билен, а вечера со Саксобурговски. Сашо во 4:30 слетува на аеродром и иде директно у партија. И потоа со нинџа организираат се, значи децата им е кажано едно, на пратениците сосема друго, на луѓето кои најуредно протестира и влегува во парламентот им е кажано сосема трето. Таа се работи за голема местенка. Значи тоа е местенка од внатре. Не да задржи удар, него местенка на власта и одговараше таков развој на настаните. Да влезат, кога ја ги држи удар. Јас тврдам дека е заедничко и тоа све направено, со имиња и презимиња заеднички е направено и од едните и од другите, и од СДС и од власт, затоа што Јанко е просте фактот, тепачка која трае 20 часа, ја не сум видел до сега. Затоа што Тајсон 12 рунди ги боксуе за саат и нешто, не 2 сата. Така да ова е далеко од терористички чин, ова е дури и фейк тепачка. А каков терористички чин, вие кажа, и војската и полицијата е под контрола на тоа време на ВМРО. Сега, интересно е што тоа, како се више, граѓанско Сдружение за Македонија, они 50 дена до тогаш протестираа. Да. И секој ден маршрутата им беше од Соборниот храм до собрание во 17 часот. Секој време во 17 часот така им беше маршрутата. Така, 50 дена. И сега тој ден исто маршрутата тргнуваат од како секој ден, од 5 сата до 6 сата. Собранијската седница почна со Бајле во 10. Зошто Тала Џефери не го избра во 12 сат, кога немаше жив човек пред собрание? И они Тала Џефери го бират во 6 сатот кога доаѓа масата пред собрание. И тој еден почна да ја пее албанската химна во собрание, почнаа провокациите. А 50 дена истата маршрута, од 17 до 18 пред собрание. А собранијската седница, стенограмите земе ги почнаа во 10 сатот на 27. И они сега 10 сатот, 11, 12... Ама Трајко Велјановски има едно копче за исклучување на микрофон. Не го исклучи. И они сценарието не го направија во 11, во 12, во 1, во 2, како што се собраа таму. Ти тврдам дека се заедно, Јанко. И тоа беше, значи, дава основа дека тоа било договорено, таков инцидент им требало во тој момент и они Тала Џефери го избраа во 18 часот, кога народот е пред собрание. Ама и вон постапка, незаконска е самата постапка и не избор. Тоа друга работа веќе, Тала Џефери како што го избраа не се бира така председател на местна заедница. Нема ни записник, нема ни броење на гласовите колку бил. Ја и ти ова го говориме, тоа си проаѓа. Отпор нема. И дополнително еве и со пописот. Значи комотно тоа го направија. Јас пописот го ставам на душа на парламентарната опозиција. Пописот сега останува. Бидејќи он во март пропадна. Пописот е, значи, неспорно дека е фалсификуван. Да. Тоа не е фалсификуван. Јас имав еден пресмислам околу тоа, имав тука и некои податоци околу пописот. На Брлаеве да му одговорам, да, со Саксобурковски на вечера е веста дека се случува нешто у парламентот, Никола Груевски ја добива на вечерата. Еве се според нашиот закон за попис, нели кажаа дека ќе се брои државјаните и резидентното и нерезидентното население. Тоа значи и во Македонија што се државјаните и во странство. И сега еве накратко да кажеме, они излегува со официјален резултат дека во Македонија има 2.095.465
државјани вкупно, од кои македонци 54,21%, албанци 29,52% и други 16,27%. Пази сега, 2 милиона 095. Јас имам официјален документ. Еве го официјален документ, ова е решение, значи и тоа од најрелевантно, најкомпетентно место, од МВР. Еве го тука. Во Република Регистрот на државјани на Република Северна Македонија има 2 милиони 500 и 325 државјани. Они на пописот викат 2 милиона 095, значи кажуваат помалку 404.861 лица. Помалку. Ова е официјален податок од регистарот. Башка, ако се сеќаваш, објавија дека 132.260 не се попишите, тоа што бойкотиравме. Да. Нивната национална определба не ја кажуваат, а тие се воглавно македонци. Македонци се бойкотираа. И сега кога ги земеш тие 404.000, што не ги кажа, и овие 132.000 лица што ги кажа, тоа е веќе бројка од 537.121 македонски државјани кои се речи 100% македонци. Или 21,48% не се попишани македонци на тој попис. Значи фала 21,48% македонци. И тоа сега кажува дека тоа се најголем дел македонци кои беа овие 132 што бойкотиравме, најголем дел во ова е постојана состојба и се слагам дека е фалсификат. А според ова што го добивме тука, еве тука ги имаме тие табелите како се државјанствата како се бегаш од лоцирање на одговорноста на Мицковски кој на лидерска средба му даде рок на Зоран Заев дополнително пописот да трае 6 месеци и да биде без пописна листа, не туку со лаптоп на попишувачот. По новото законско решение, кое ДПМН исто така беше согласно за попис, нема пописна листа. Значи немаш ниту па законско право да си ги провери собствените податоци, не за друго, за своите податоци. Вака сега да не излезе. Сега говорам за политичка одговорност. Така, да не излезе сега јас сум адвокат на Мицковски, ама сега говориме за фалсификат. Да, тежок фалсификат. Хронологијата на Мицковски вака сега, значи на почетокот и он беше против. Собра подписи. Меѓутоа, после тие аргументи од нашиот блок што беше не отварам врата. Добро. Што беше, он ги прифати дека нема шанси ние, тие македонци што се по светот, нема шанси ние од позиција да ги натераме, да им ги собереме матичните броји од луѓето да се попишат во голем број. Како што правеа Груби и Османи шетаа по западните земји од позиција на... Зошто нема шанси? Па нема шанси, тоа може да го направиш само од позиција на власт. Еве утре ние како патриотски блок, ако направиме влада, тогаш се прави попис. Добро, тоа ќе пуштиме наши активисти. Ти ми објаснуваш почетокот за собирање потписи во ред. И се собраа потписи за да не се прави референдум. За ова за пописот на за попис, извини, говорам референдум, мислам на попис. Сега што направија овие двајцата? Значи собраа потписи за да се стопира попис. Сега овие што направија во владата Бујар Османи и овој лидерска средба. Месец дена шетаа по Швајцарија, по Германија, им би собраа матичните. Ама вака, албанците се фалсификатори на пописот. И се слагаме. Ми кажуваш они што направиле. Не, се лопови фалсификатори. Ама тоа треба ние да го направиме од позиција на власт се прави тоа. Утре ние ако имаме влада, ќе пуштиме наши луѓе во Америка, во Австралија, во Канада и таму ќе ги собереме сите матични броји од македонците. И тоа ќе за 500.000 македонци. А сега, гледај сега што вика тука, според официјалните резултати што ви кажа Симовски. Во странство живеат 258.932 државјани, од кои 63.572 се македонци. Па кој нормален ќе верува дека во Австралија, САД, Канада и во Европа има само 60.000 македонци? Фалсификат е потписот. Значи 60.000 македонци, а 200.000 албанци. Ама овие 200.000 албанци, Груби и Османи им ги собраа матичните броји по Швајцарија, по Германија, ама се шета на трошок на владата, од позиција на власт. А Заев не го направи тоа да пушти наши министри по воглавно кај што има македонци, Австралија, Америка. Според пописот, дали се верува во Австралија излегува 1300 македонци, во Америка 2000 македонци. Да. Толку има според попис. Ама тоа не е како позиција, не може да го направиме. Тоа може од позиција на власт. Добро. Да направиш попис. Па што беше лидерската средба у март, те прашам, у април? За која? Мицковски и Зоран Заев. Дали донесоа заклучоци на таа лидерска средба и дали пописот кој пропадна во март се одложи за септември.
И една забелешка која ја ќе ја кажам, гледам не кеш да ја кажеш, а таа е дека попишување со апликацијата на луѓе кои не живеат во Македонија, привремена работа, трајно иселени, дека трае 6 месеци. И подоцна се измени и дополни законот, за да може да се одложи, мораше да иде у парламент и парламентарната опозиција го одработи сето ова да може да направат фалсификат попис. Вака сека. Бегањето од нашите македонски предавства не ни помага у борбава. Не, вака се не беше така. Значи како беше? Вака се. Значи првично пописот требаше да биде во април. Добро. И се одложи во септември. И ние и ВМРО да помане. Кој го одложи? Изгласа во собрание одлука. Дали беше тоа заедничка политичка одлука на Мицковски и Зоран Заев? Дали беше заеднички став да се одложи за септември? Па на таа средба во клуб на пратеници договорија одлагање на пописот. Значи и опозицијата дозволи шанса ова све да го фалсификува. Не, вака се, ама ВМРО да помне, вака се, да видиме реални. ВМРО да помне поднесе во собранието закон за престанување на важење на законот за попис. Кога го поднесе? Го поднесе во собранието, не Кога? А во тој период кога требаше кога се припремаше пописот, они поднесоа закон во собрание и законот не им помина и во тој закон бара, значи да се попишува само резидентното население, како што е во цела Европа. Во цела Европа, во стандардите за попис тоа е така. Во сите европски земји се попишува само домашното население, резидентното население, а не и овие и зошто тоа се прифатија попис за септември без да се прифати таа обврска. И тие што се најмногу до 12 месеци во странство, тие се попишуваат резидентното и тие што се најмногу на привремена работа што се. Најмногу до 12 месеци. И они поднесоа закон, не им помина и го одложија во септември, така беше го одложија пописот. И дали е тоа добра политичка одлука за македонците со таков попис? Овој сега како што е овој законот сега, да кажеме, пописот е целосно фалсификуван. Тоа не е спорно. Никој не го спори тоа од македонците. Ова е сега што се гледа, тука ви кажав јас тие смешни бројки, 63 македонци во светот. Добро, пропаднат попис, лидерската средба беше последната недела од пропаднатиот попис. Па сега не може да се седам тоа. Последната недела од пропаднатиот попис, месец дена беше. Знам дека една се одлагаше, не требаше во април, па го одложија за го одложија со консензус и на опозицијата заедно. И сега говорам за политичка одговорност, не кривична, за политичка одговорност за таквата погрешна проценка и овозможување на Зоран Заев да го направи ова што го направи. Сега ние не го признаваме овој. Па добро, ама ако се победи утре, ама им дадовме шанса они наместо да пропадне како што пропадна референдумот и да донесат решение за референдумското прашање од 2018. Се донесе решение во ДИК и владата го призна тоа решение дека референдумот не е успешен. Види се, овој попис они донесоа решение дека е успешен. Види се, Вакалупчо, они, значи, опозицијата во собранието знаеме колку претеници има. Значи, ако тргнеме од таа институционална борба, нивни предлози не може да поминат во собранието. Точно. Ова има мнозинство. Точно. Сега работите во државата, одлагањето на пописот. Работите на државата, сега ти што викаш ова, јас сум прв да го тргнеме, ама работите во државата се минуваат на два начина. Не да го тргнеме, можевме да го спречиме, бе. Говорам за одговорност. Еве сега тоа сакам да го кажам. Значи, работите да се спречат сега може на два начина. Или со револуција, или на избори. Не бе предходно. Ама вака сега, да се докаже. Ама сега, види, ма избегнуваш од прашање, ме толкуваш. А ја поставувам прашање. Значи, да го спречиме, значеше да донесат решение дека пописот е пропаднат. Па да се спречи, еве ти кажам, не само за пописот. Сега доцна ни донесоа решение. Ама не само и за пописот, и за договорите, да се спречат некои работи, значи има два начина. Со револуција и со избори. А со излагање од парламент, Бејанко? И што ќе направат ако излезат од парламент? А што прават што се унутра? Ништо. И па зашто тогаш кога те силуваат, викаш што ако ме силуваат, ништо, што не го сакам. Еве утре. Нека ме силува, не го сакам, си седам тука. И утре да излезат од парламентот и да излезат. Па нема да може ни еден пратеник нема да може да иде на боловање. Види интересна работа. Едниот ако рикне од инфаркт ќе мора да имаат нови избори, инаку ќе падне владата. Пример. Немојте да релативизирате што ако излезат. Ама интересна работа, и да излезат, платите пак им одат.
Значи, А што, така се законите скроени. А ние се бориме да им ги стопираме платите на Не парламентарците. Ама ти па ако мислиш дека они ќе излезат од парламент и со тоа ќе падне се во вода и договор преспански бугарски. Да бойкотираме став. Еве се утре да Дали излезат. бойкотирање е политички став. Чека се, еве утре ако излезат, бугарскиот договор ќе падне ли? Еве излезат од парламент. Абе ратификување, дај друг пример. Па. Ратификување не може да Па падне. или значи пак ги се вратам нова. Значи работите може да ги смениме на два начина. Или со револуција, или со избори. Сега моето искуство за првиот сегмент револуција кажува дека во Македонија нема доволно критична маса да се направи тоа. Јас 7 месеци. И пошто нема доволно критична маса, ние ќе си седиме во парламентот и тоа се вика фабијанизам. Јас низ институциите. Не тоа. Ама чекај сега да кажам сега. Значи јас ти кажав 7 месеци ја со тоа автобусот Македонија бойкотира, ја поминавме цела Македонија. И не видов критична маса. Па 10.000 народ излезеше пред парламентот, ја прв ке влезам во парламентот. Еве се 10.000 народ. Имаше критична маса, не излегува да гласа. Нека има 10, ама еве се, нека има 10.000 народ кој што со мене ќе влезе. Ја прв ке влезам во парламентот. Која полиција ќе не сопре? Ама 10.000 спремни за борба. Абе влеговме во парламент. Ама шо влеговме? Ти ги видели сликите на телевизиите во кој влегов во парламент? Влегува ове 15 души што страда, другите беа си ирџи, дури за телни имаше десетина бабички на 70 години со ташни се влегува внатре. Се да се гледат. И тоа беше повеќе така спонтано, стихино. Не беше се на место. Не, спонтано стихино за народот изборувам. Се ирџи внатре. А нека има 10.000 народи спремни пред собрање да се собереме до крај. Ја прв ке влезам во парламентот. Ама нема таква критична маса. Просто нема таква критична маса да нека учествуваат у предавството. Па еве ти кажав, за клучната работа правиме протести пред името 700 луѓе, на Дино мерни 100.000 народ. Е примерот, жив пример што го гледав таа вечер. Толку ми беше тешко што таа слика, кога се потсетам на неа, толку тешко ми паѓа. Значи за ова за сите овие вака. Значи ја уште еднаш да кажам. Проблемот е на страв, затоа што ти посочив уште два примера, освен Дино Мерлин и освен шатори пред парламент. Значи имаш победа куп на шампиони на ракометен клуб Вардар, 100.000 на плоштад. Тамо нема ризик. И затоа луѓето излагаат. И како ќе ги спречиме? Ајде се, еве преска мене ме прашаш како ќе ги спречиме ако народот не застане за тоа? Па еве говорам. Прво што треба, за да стигнеш до режимот, да му направиш било каква деструкција да не може да функционира оваа држава. Системов не треба да функционира. Во парламентарна трка или парламентарни избори самиот знаеш дека ги местат и дека не ја одразува ниту еден ни избори со овој закон и со оваа елита, ниту едни избори не ја одразуваат волјата на македонскиот народ. Се слагаш ли со тоа? Тоа е точно 30 години, така е. Направивме обид за една изборна единица, ништо не направивме, така ли е? Така е. Значи, говорам, Јанко, за себе си соочување. Одговорност ВМРО мора да има. За ова што сме денес. Пак сега ќе ме сватиш грешно, да не ги бранам. Па и они имаат одговорност, 30 години кои се менува на власт. Ама чекај се, 30 години они се менуваат на власт. Ја не ги амнестирам јас, ВМРО ли? Сега ги амнестираше во однос на пописот. Мицковски е најодговорен за ваков на хартија, а успешен попис со фалс податоци внатре. Лично Мицковски одговорен, бидејќи беше лидерска средба. Не го признават и они како? Кој бе не го признават? Како не го признават? Сега за овие две работи, бугарскиот договор. Не го признаваат пописот, а он му даде шанса на Зоран Заев за 3-4 месеци да се спреми да направи фалсификат попис. На веќе пропаднат попис. И сега ти ми викаш дека не е. Мицковски е најодговорен за ова. Види сега, јас пак сега се свати сега Мицковски станува тема на разговорот, ќе се свати дека јас попис е тема на разговорот. Јас го бранам. Не го браниш, него сега е тема попис и сега само ги ставаме аргументите. Кој е аргументот? Имаше предлог закон со подобри решенија или подобри според европските стандарди, подобри решенија имаше ДПМН и од ова што го направи Заев како предлог закон. Факт е дека тој закон не им успеа затоа што немаа 67 пратеник. Факт е дека Зоран Заев и така влезе во реализација на пописот, април викаш дека беше, така? Април беше. Во април месец влезе во реализација со тој закон кој он го усвои, влезе во реализација на попис. Факт е дека не им успеа тој попис, и факт е дека имаше лидерска средба на која се договори да се одложи пописот. Значи, не се вика одлагање, него нови 30 дена. Второ обите тоа, Јанко. Нели имаш 30 дена да попишеш население, не успеваш и го одлагаш за 4 месеци, имаш нови 30 дена.
за попис. Тоа се вика повторување на попис со нормално треба да го одложиш за да го повториш. Таа политичка одговорност не може да ни пројде така како виц, без никаква одговорност. Ама еве клучна работа, поднесува закон да се пониши законот за попис, немат мнозинство, не им успеа. И сега второто станува револуција. Ако имат Второто требаше само да сочекуш една недела и да пропадне пописот, затоа што беше реализиран според закон на Заев и пак немаше успешност во во попис. Што е да се направеше, Заев и Ахмети процентите ги имаат договорено многу порано. Сега ти како што викаш, прашање е колку тоа може да се спречи, еве сега они тоа си направија некој нивен попис за нивни. Сега тоа останува на нас. Пак има едно ама, значи треба да дојде власт со доверба од народот, кој сето тоа ќе го избрише, ќе го поништи. Народот се уште на ДПМН му дава доверба, имавме локални избори. Па тоа е чудната работа. 30 години се менуваат, државата... Дел од народот 280 и колку има? 285.000, така? Па сега на избори излегуваат околу милион. Ако ги одбием овие албански, другите, овие двете партии по 300, по колку таму вртат сега. Прв пат има по 200 ДПМН, по 300. Да. Сега правиме напори, еве према од твојата емисија, кажавме медиумски сме скоро блокирани, правиме некој крик да допре до народот. И утре, еве, јас сум прв да се смени тој црно-бел свет. 30 години, две партии се менуваат. Црно-белиот свет ќе се смени само доколку ние како опозиционери ги вадиме аргументите кои пред малку што таксативно ги набројав, нели, што се случиле, не моје мислење, туку што се случило и како Зоран Заев доби нови 30 дена да прави попис. Барањето одговорност не само од Мицко и од мене, и од тебе, Јанко, барањето одговорност пред народот дава дека ние сме одговорни личности во борба. Ако во серија, значи 2018 го шеташ членството надвор, не оставија сами, викаш 700 луѓе бевте на Нова година, така? 31 толку. Ако тогаш 2018 имал некакви причини да не се бори за бојкотот на референдумот, ако подоцна со председателските имавме шанси да не се избере председател на држава, исто така помогна во градење на цензус. Ако со пописот се направи ова што пред малце говоревме, и ние не бараме меѓу себе одговорност, Јанко, ние не сме сериозни во борба. Во тој контекст барам политичка одговорност. Ја немам право да се мешам во ДПМН, ја не викам да се промени, сосема обратно ми е гајле, тоа е работа на членството на ДПМН, кој ќе им биде лидер. Меѓутоа, пописот не е работа на единствена Македонија на десна на ДПМН. Пописот е национално прашање за сите нас, као што ни направија. Во тој контекст е барањето на одговорност, што значи за да излеземе пред народ за доверба, мора ние меѓу нас јавно да расчистиме, да превземеме одговорност за грешки. Па како не расчистуваме јавно, еве ние јавно излегуваме сите, еве и ти и други некои здруженија и ние како единствена Македонија, јавно кажуваме во нашите програмски определби дека доколку народот даде доверба, тој преспански договор ќе се поништи. Нема ни да е доверба дека не бугарскиот договор ќе се раскине. Додека не пописот фалсификуван ќе се поништи, ќе се направи нов попис, ќе се направи ревизија на приватизација, значи се тие некои определби кои што му се ветуваат на народот, а ровно сега, убаво кажа ти, они по 250-300 илјади имат механизми со вработувања, со социјална помош, со... Бога ми и со Државна изборна комисија, не заборавај, Дуи победуваше 2020 у Кавадарци, сега падна со серверот. Ние, за која иронија, цело сме блокирани од медиумите, единствено ни установат социјалните мрежи и таму сега јас во последните два месеци добивам две представки од Комисијата за заштита од дискриминација, едната ми од Сдруженијето LGBT заедница, биле навредени од мои постови, другото ми е од бугарашите во Македонија, Сдружение на бугарите, и сум ги дискриминирал. И сега пази сега држава. Ова е комплимент бе. И сега пази сега таа Комисијата за заштита на дискриминација ги прифаќа овие представки и еве веќе барат од мене ми пушти писмо, така е закон да се извинам. Ја викам вие сте ненормално на кој ќе се извинувам. И сега ако не се извинам, ќе следуваат судски постапки. Значи ќе не малтретираат по судови. Значи сакате и социјалните мрежи. Сега мене у кривичната затвор ми ба. И сега таа што имав за бугарашите, не е интересна работа. Сега во таа комисија членуват, ја знаеш, Весна Бендевска, беше и председателка. Членува во таа комисија
во текот на работното време седи и ме прифаќа на бугарачите ова представката, ме осудуваат, а Веста Беневска дојде на протестите против бугарите. Ма и на Фейсбук крокодилски солзи. Не. Бе Мартин Треневски исто не. Се приклучи на протестите. Па Мартин Треневски презвисна го беше министр за како викаше Матица. Не, Матица. За информација. Беше на таа агенцијата за иселеници. За агенција за иселеници. После стана министерство. Он пресвисна во МПО. Пресвисна во Мартин, ми член на МПО, еве го видов качен тамо дента пред Урсула да дојде, беше качен тамо, држеше и он говор. Тука сега пак ако се вратиме, еве критика што викаш да не излезе према ВМРО ДПМН, значи тие протести ги препушти на шарените. Тие беа убави протести, убаво беа посетени. Да. Организацијата никаква, им ги препушти на шарените таму. Ги изменаджира, јас велам дека го изменаджира бесот на народот за бугарска овој анекс договор. Го изменаджира успешно, виде, си замина Урсула и престанаа протестите, отидоа на одмор, ако се сеќаваш. Па види сега, тие партии... Тоа е менаджирање на народ. Сега, па да видим од друга страна искрени сега. Тие партии, па гледате, имаат некоја структура. Сега, ако гледаме реално, од таа маса народ што се собера таму, застана ВМРО ДПМН за нив, имаше поголема посетеност. Сега, како ние да направиме како ова, значи народот да го убедиме, кога треба за некои протести да се излегува... Па види, јас да работам 100.000 луѓе, ќе направам протест од 10.000 луѓе. Па тоа не е проблем. Они 100.000 во изминативе 3 пати биле власт, имаат вработено најмалце 100.000 луѓе. Види вака се, тоа не е спорно. Да кажеме, ја ги гледав тие систематизациите, значи кога се менува власта, има околу 10.000 тие раководни места. Од министри, па ете ги протестите. Кога ќе почнеш од министри, заменици, помошници, 30% честни македонци изреволтирани, другото беше администрација. Тоа да, сега тие 10.000, да кажеме, кога ќе почнеш од врвовите, од министри, помошници, заменици, началници, па до локална самоуправа, подрачни тие единици, па внатре тие дирекции, заводи, управи, и сега тие 10.000, да кажеме, што се на власт, може во секое време власта, тие по 2-3 луѓе да донесат 20.000 луѓе, 30 не е проблем. Опозицијата пак нивните што се кадри чекаат да победи, па они да ги зеземат нивните места. Да. И они да кажеме се мотивирани исто и сега 10.000 народ. Послушни се. Па сега 10.000 народ, по еден 20-3 да донесете 20-30.000. Да. 30.000. Баш да кажеме не е проблем за нив да платат 100-200 автобуси. Тој закон за финансирање на партиите така е скроен што грото од 90% од парите одат за двете партии. Да кажеме за ВМРО и за СДС, они си ги земат. Добро, единствено ја можам да констатирам, Јанко, ако се сложуваш, дека за разлика од 2018 и свеста кај нас самите, нели, што организираме било што е малце повисока и нема, иако еве да кажеме за многу работи и ти не се согласуваме околу одговорноста и сега што дебатираме, меѓутоа јас сутре доаѓам и утре сме заедно, така бидејќи Македонија упрашање. За одговорноста јас се слагам. Јас да кажеме сега Груевски стално пишува по Facebook така постови. Се му паѓа во вода, може имали добри мерки. Се му паѓа во вода кога излезе дека неговиот прв братовчет, најблизок човек, натепал 100 милиони евра украл од држава, може се и повеќе. Значи се му паѓа во вода, без око да му трепне, подпишува 40 милиони евра и ги дава на државата. Не ги дава гаранции, даде. Добро, гаранција, ама недвижен имот. Па недвижен имот, тој мерил таму му останува. Не го чепка. Сега сакам, значи се му паѓа во вода. Сега да не излезе, пак се вратам нова, ипак е од Мицковски да кажеме сега како нов председател, таа е храбра изјава. Не, нов 7 години. Ами таа биде сега, ипак е коректна изјава, ако се сеќаваш сега, кажа, ако еден пратеник ме изневери, крај со мене. Тоа кажуваш и Заев, ама излажа. Сега овој, да кажеме, како што вика, да кажем, ја ми пределува прилично искрено. И сега да дадеш таква изјава пред време, а власта ќе биде безобразна, може ќе купи еден пратеник. Добро бе. И јавно каже, вика, еден ако ми избега, крај со мене. Епе, ја и ти да кажеме, ако ги градат бугарите устав, крај со Јанко и со Балшо. И што, треба да не гласаат ради оваа изјава? Не, дека напушта и партија и политика, дека еве ќе напуштиме ја и ти у Холандија. Ја ќе идам ќе правам котли. А сега тие ќе удрат јак притисок. Сега Брисел, да кажеме, кога ќе почне таа процедура за промена на уставот, они може да ја почнат сега процедурата, затоа им треба 30 претеника или глава теми. Искачањето од парламент преска нели има. Добре, сега да се вратам. Сакаш да ти кажам да излезе што значи. Во цел свет, како што Венецијанската комисија потврди дека бојкотот на понудена некаква политика, прашање политичко, бојкотот е политички став.
Знаеш тоа, дека Така, Венецијанската се признава. Така, го признава бојкотот, Го така. признава бојкотот како политички став, а не кривично дело или казна. Така. Искачањето од парламентот исто така е немање легитимитет на сите донесени закони. Зошто? Затоа што половина од парламентот, еден пратеник е разлика, половина од парламентот не учествува во работата затоа што нема легитимитет таа власт. Од изборите 2020, кога самиот ДПМН кажа дека се фалсификувани изборите, па влезе во парламентот, и во така фалсификувани резултати од избори составен парламент, учествуваш во неговата работа. Многу често, Јанко, ти можеби не одлучуваш, ама помагаш на душманскиве пратеници и да биде еден-двајца одсутни, има кворум за гласање. Знаеш дека некои гласови, некои одлуки се носат и под 60 од присатните мнозинство. Значи, се успорува процесот на оваа власт, си се намалува силата во брзина на носење законски решенија, а не обратно, као што представуваат, што сакаат може да донесат. Пони и вака носат што сакаат. Гледаш однесувањето на ДУИ, докај дојде. Дојде да ДУИ во моментов има преку 50% функции во извршната власт. Напуштањето на парламентот нема легитимитет, донесената одлука. Не е само прост збир на притиснати копчиња или раце, туку е и консензус во одлучувањето. Значи, овие биле против, овие биле за, се преброили и донеле одлука. Овдека, ако излезе целокупната опозиција, тоа се две партии, Левица и ДПМН, значи дека власта нема легитимитет, не ја признаваат. Многу нормално е, тогаш треба да се голтнеме сите, ако толку сме се плюкале со Мицковски. Зашто? Затоа што е Македонија упрашање, а он го направил првиот чекор, жртва. И тогаш јас него ќе му поверувам дека он ги променил сите политики и дека сменил лист и дека ако он прави таква политичка жртва, нели цела партија да излезе од парламент, тогаш ние помалите нормално е дека таа борба ќе ја следиме. А овака правење кворум во сите седници, а јас треба да гинам на улица, по мене е нечесна политика, по мене е лажна политика, лажна опозицијска борба. Вака сега, значи јас во тој контекст реков искачање од парламент. Го образложив се. Сега ќе ти кажам, значи јас тоа сум го разговарал. Добро. Со пратеници во неформални разговори од опозицијата. Значи, јас не сум за таа варијанта да излезат, него јас сум за варијанта да си дадат оставка. Уште подобро. Тоа се две различни работи. Уште подобро и ќе организираат уште дополнителен фалс, да ги попнат. Не сум за ова, ако излезат од ова ништо, ќе си седат дома, платата им врви, пак ништо. Има избори на пола и нема ефект. Сега. Има избори за едно место. Јас сум разговарал да има ова како се вика оставка. И сега ако има оставка, во Македонија нели има 6 изборни единици и ВМРО ДПМН горе од сите изборни единици има по 6-7 пратеника. Или 8, може некаде има и 10, не знам. И сега ако 8 или 9 има 10 пратеника, кога си дадат оставка од една изборна единица, влегуваат наредните од листата, а на листите има по 20. Од секоја. Кога 10 си дадат оставка овие, влегуваат наредните 10. И сега тие наредните 10, законот им дава можност дали прифаќаат. Ако и тие 10 не прифатат, пуштат до Талат Џафери писмо, не прифаќам, тогаш треба да има нови избори. И ја им кажав, вика, што ќе добиеме со тоа? Со тоа ќе добиете, ако сите си дадат оставка, ќе се исцрпат листите. Со 20 кандидати нема листи, ќе има нови избори, нема да учествувате, пушете ги 100 пратеника, нека имате СДС внатре. Не, или наместо 6 може при повторените избори да имаш 10. Не. Дали е возможно на повторени избори во некој избор? Не, опште да не учествуваат. Нека имат овие 100. Не, викам друго, дали е возможно дали веруваш дека на повторени избори заради комплетна оставка на цела листа ќе има барем 30% повеќе пратеници ДПМН? Ама не, ќе има за тие што си дали оставка. Тие 10 на СДС ќе си останат. Тие нивните што си избрани. Тие што си влегле ќе останат. Значи ќе има за овие што си дали оставка 44 колку се сега и кога ќе се исцрпат листите, мора да има нови избори. Тогаш треба да кажат не учествуваат да ги пуштат како 94-та што направи. Нека имат 100 пратеника. И тогаш да им дишат зад врат, да им кажат така, пуштивте 100, ви ги памтиме криминалите, за година две паѓате од вас ќе ви сплапсиме сите. Сакаш да кажеш освен оставки во парламентот комплетна листа, да има и бојкотирање на изборите.
Нека ги пуштат 100%, па мора да има избори по закон. Овие ако се дадат оставки, ама тие ќе има избори, а они да ги бойкотираат и изборите да ги па бойкотираат. нема што да учествуваат, ќе почекаме веќе до 2020. Тоа е бойкот. Ако треба 2024 ќе почекаме уште 2 години. Ние сме чекале 30 години, па ги почекаме уште 2. Нека се начукат внатре 100 пратеници од СДС, а овие јасно да им кажат: 100 сте, ве гледаме, знаеме се. За 2 години мора да има редовни избори. И тогаш победуваме, ќе ве споапсиме сите. Јасно да им се каже отворено. Значи вака, да знаеш, ако опозицијата не учествува на избори, Европска унија нема да ги дозволи тие избори, што значи Зборам за овие дополнителни за оставките. А 2024 мора да има. Јас можам да се кладам дека Европската комисија заради нејзин авторитет, не од што не сака неќе да не види, тоа се нашите душмани. Меѓутоа дека нема да дозволат во моменти на овие нивни интеграции европски да се организираат избори без учество на опозиција. Најсилно решение за предвремени избори е токму ова сега што го кажа. Меѓутоа за тоа треба политичка слобода и интегритет политички за да го спроведеш ова ти што го кажа. Да има страв, да не се плашат. Се јас сум свесен дека ќе има притисок, не го прават. Јас сум свесен дека ќе има притисок од Брисел. Тие се безобразни. Првим притисокот кој е на Мицкоски, ако не успее Мицкоски ќе почнат со тие подкуп уцени пратеници како што правеа ова, тоа ми е јасно. Ама во секој случај ги експонираш, ги покажуваш какви се. Ама треба да се издржи. Јас сега многу пати тоа не го прави опозиција. Јас сега многу пати кога зборуваме и за Груевски и за многу луѓе, што ќе направише човекот, вика? Јак притисок, вика, ти да се на негово место, што ќе направиш? Обично такви споредби прават. Имал голем притисок од Запад, голем притисок од Брисел и на времето така правеа и овие за другиве наши. Уште народот ќе ги правда. Вика, и ти да се на негово место. Викам, јас сум на негово место, ако се плаши, ако не може да издржи, ќе се отрчиш до македонска телевизија, ќе си кажеш таму народе македонски, не можам да издржам, си давам оставка, ќе си одиш дома со фамилијата, не те чепка никој. Сега сакаш премиер да бидиш, се плашиш, па сега не може така. Ако си решен за Македонија, како им било пред 100 години на илинденците, решен да живее, да работи и да умре за Македонија. Тоа не го прават, ако не го прават, ако се плаши, ти кажувам, се плашиш си даваш оставка, не те чепка никој. Оди си дома со фамилијата, крај. Не го прават, тоа се и политички одлуки на партиите. Сега јас не функционираат сами, јас кога имав некои неформални разговори тогаш со Груевските, ако почнат шарените, и тоа отворено му кажа, преземи пуштија порадикални мерки овие шарените, као што работи, као што се усилија по Скопје, ќе те соберат од власта и ќе те затворат. Он зашто му викаше тогаш? Не ја разбираш големата слика. Сега он ја разбира големата слика и ве го дреме во Букуреш, во Будимпешта. Во Будимпешта. Значи, тогаш му кажа, викам, нека се преземат мерки. Полицијата имаш под твоја контрола, тие шарените требаше таков кјотек да добијат. Добро, денеска ја гледаме големата слика, македонецот е пред исчезнување. Тоа е големата слика. Големата слика е пред исчезнување. А тогаш требаше да се преземат порадикални мерки. Јас не сакам да ја правдам власта на ВМРО да помине. Точно е, гледате криминал невиден. Том Јалков што излезе во јавноста. Ама кога гледаме од пошироко од тие национални интереси, тие шарените ја растурија Македонија. Па добро, шарените се веќе власт. Веќе нема ретко малцинство, се сега се распрскаат дел у левица, дел вамо, дел тамо. И ти гледа кои смешни изјави сега ги дават и тие обвинителите. Излегува таа обвинителката, вика, Мијалко беше многу коректен, вика, се согласи, вика, да направиме спогодба. Како без спогодба? Кралот од народот си ја купува слободата. Ти 40 милиона евра без око да му трепне се подпишува да ги врати. Ајде сега вече да објавиме еден јавен оглас тука низ Македонија, кој е спремен да оди 3 години затвор да му дадеме 40 милиони евра. Колку луѓе ќе се јават? Не, он има бај ги казни таму. На собрани му се, не му се 3 години. Договорено е тоа веќе тоа таму. Па добро, доаѓаат аболициите. Тоа дека ќе доаѓаат аболициите брзо или? Па тие ако се следи праксата на Страсбург, таму веќе покажаа некои пресуди, дали беше во Полска или во Чешка, еднаш веќе имало пракса во судот во Страсбург дека еднаш нашиве 50. Па еднаш дадена аболиција како не можела да се. Па имало пракса судот дека еднаш укината аболиција дека не може да се укинува. Тоа знам дека има пракса, него дали сметаш дека тоа брзо ќе дојде? Треба да пристигнат. Веќе став има. Било во фаза дека судот, како што ми е познато, се обрати до македонската влада да даде мисла. Да се спогодат. Им даде рок за спогодба. Роковите изминаа пред години кусур. И сега ако ова сега, да кажеме, и ова се случи, што се случи со ова со Мијалков таму што се купи слободата, тоа е да кажеме преседан невиден и уште ги пуштија, нели измислија туризам, тоа затворски туризам, се некој нов термин таму за ова. Значи, која е иронија сега? Ти крадеш од народот, утре си ја купуваш слободата со тие пари. Која е иронија? Значи, 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 која е
Значи македонецов нема проблем таков. Македонецот има друг проблем. Јанко, не треба да бегаме од одговорност и не треба да бегаме од фокусот. Фокусот е парламентот и владата која носат лоши антимакедонски одлуки. Народот сите знаат кој колку краде. Тоа е 30 години. Јас ги нарекувам Курто и Мурто. Ти си повнимателен во однос на јас таму буквално јас 30 години е тоа исто е. Па исто е. Па е 30 години е тоа. Па ја го кажам исто, тоа е 30. Овие темелите на оваа држава се поставени на криво уште 90 година, 91 година. Да. На криво се поставени темелите и после тоа само се надградуваше. Тоа е 30. Тогаш почна. 92 јануари промена още после 2 месеци од уставот, промена на уставот, откажување од македонците во Пиринска, во Егејска Македонија. После тоа промена на знамето, па промена на името и влез во ООН со под тоа Фирон. Па после дојде територијалната поделба, па војната рамковниот договор. Се тоа како одеше тој период на независност на Македонија, работите станува се полоши и полоши. Да, се согласувам. Меѓутоа, ние сега сме 2022 година, лоша ситуација, затоа ја уште еднаш апелирам македонци утре да дојдете во паркот спротивно од парламентот, кај што и 2018 започнала наша голгота, така, почнавме све, почнаа борба, така и ти се запознавме. Така беше. Па се запознавме по улици, така. По улици тамо во паркот. Дали ќе биде многу подсетено Јанко или не, небитно, битно е да се појавиме сите, ги повикувам и оние кои денеска се во коалиција со ДПМН, оние кои се во коалиција со не знам кои, а учествуваат. Отворено е за сите. Отворено е за сите, па дури и за оние кои се пишман што излегле на оној попис, нели имаше и излага, некои викаа не, тие беа од на Мијалков, она група на реформаторска, нели они излага и викаа не. Али правеа цензус. Еве и нив денеска проведува 4 години и се надевам сте разбрале дека сте измамени, ќе бидете доволно доблесни, ќе се придружите и вие на овој ден 30 септември да се подсетиме и лејки од прилика да видиме што ќе правиме понатаму. Ова утре за почеток е добро утре, еве да покажеме едно единство, една сплотеност за тие македонски основните, тие се неколку 3-4 точки, значи тие нема тука македонец, не македонец, тие точки 3-4 се сите битни за нас како македонци и тие работи мора ние да си ги решиме како македонци. Тоа се, а после за се друго ние може да се расправаме. Да. Каква даночна политика? Па ја и сме се расправиле. Па тоа каква за председателски избори си искаравме. Така, тоа каква даночна, културна, спортска, економска политика. Ти не беше. Така. Добро, тоа се политички ставови околу начинот на борбава, има разлики, меѓутоа еве пак горе-доле сите сме согласни околу тепачкава дека мора да бидеме многу поактивни, мора да бидеме похрабри. Еве ја и Јанко живи здрави сме. Ја до души идам кривично, ти идеш, не знам какви ти се овие Сеаќе почна судски. Тие се прим до комисијата за заштита од дискриминација и сега ако не се извинам, а немам намера да се извинувам, и тогаш комисијата значи идеш у судски процеси. Тогаш комисијата почна судски постапки. Абе не се нормални да им се извинувам. Тоа е чудо некое. Ова ќе изгледа дека сите во Македонија се дискриминирани, ќе изгледа дека ние македонци најтамам, не сме ништо. А ние сме обезличени. Ние сме најдискриминирани. Не бришат од светска мапа на нации. Значи, наместо ние да се жалиме, овие се жалат. Тоа е чудо некое. Па добро ви да одговорам и на Брла. Значи, токму затоа дека имаме проблем со глобалисти, ја не ги викам глобалисти, затоа што и Путин и Кина се исто глобалисти, меѓутоа се мултиполарни глобалисти. Значи, и атлантисти. Ние имаме со атлантистичка англосаксонска политика проблем. И токму се поклапа нашата борба за слобода, се поклопува и со борбата за Македонија, и за името, и за историјата и така натаму. И уште една причина и за сите кои се антиглобалисти да ни се придружат утре на обележувањето. Да, обележување на денот на референдумот 30 септември. Јанко, ако сакаш уште нешто слободно, па не, подкаст, слабав подкаст. Тоа еве ти ги нарекуваш атлантисти, некој ги нарекуваше чадорот, некој сценаристот. Да, тоа се надимци. Ја ги викам ѕверот во моите написи. Па да, ѕверот. Па сатанисти се, затоа се и ѕвер. Добар ти е и терминот, што? Па така, во суштина сите се непријатели на Македонија, работат против Македонија.
Завршна реч имаш на граѓаните за... Па не, мислам дека кажавме така интересни теми околу Македонија. Исцрпивме све. То убаво е, еве пак ќе повторам и јас. Два ставови мислења за борба. Еве ја ќе повторам повикот. Утре, еве што не гледаат, нека пренесат вечерва утре на своји пријатели, роднини, блиски, да се собереме во што поголем број, да го одбележиме тој настан, бидејќи 30 септември можеби сега не се сваќа тоа толку значено, тоа е влезено во историјата. Тоа има силно формално правно значење и ако утре за поништување на тој договор, Преспанскиот договор, има силно формално правно значење тој момент од референдумот и дури не е претерано да кажеме да дадеме едно ветување дека тој можеби треба да се прогласи за државен празник. Тогаш народот стварно и кажа на власта што мисли за тој капитулански договор. И за НАТО и ЕУ плюс беше, не само за договор. Сега, тој јас кажав во текот на емисијата дека заштита, борбата за името е моја не само политичка определба, него јас тоа се борам и на личен и на научен план, бидејќи кажав дека и магистерската и докторската дисертација ми беа на теми околу името и сега на годишнината, на 4 годишнината на 17. Видиш крабни да имаш пенко. Има. А веќе напиша. На 17 јуни ја промовирав на годишнината. Доктор Арифала. На годишнината од од ова Преспанскиот договор, значи ова е меѓународно правните основи и постапката за поништување на договорот меѓу Македонија и Грција. Значи договорот е ништовен. Народот може да биде спокоен, ама пак ќе кажем има едно Која Пасиев спокоен. Не, ама има едно големо ама. Треба да ни дадат доверба. Еве јас се заветувам дека јас утре ако отстапам од ова, треба да си поплукам сам на дипломите и на тоа што сум го пишувал. Значи, јас ветувам дека македонска политика тоа пракса стана. Значи, па тоа јас значи овие договори се ништовни. Лошата страна е што со нив се брише се што е македонско. Добрата страна е што се ништовни. Само треба да дојде храбра власт, што има волја и намера тоа да го поништи. Благодарам, Јанко. И една работа заборави, свесен македонски народ и кој ќе го победи стравот кој го има зафатено страшно. Така да се ослободи. Ајде, тоа дојдите утре да го победиме стравот, ве сакам сите македонци, ја сакаме сите Македонија, така Јанко. Така е, благодарам и јас на поканата. Прв пат сум во вашето студио, па се надам дека ќе имаме кога сакаш Јанко. Имаме подобра соработка. Ние тоа брзо го правиме, сега не знам колку квалитетно, небитно, важно го правиме, не има присатни сме 350, не гледаат на YouTube, добро е. Така. Да сме живи и здрави и се гледаме утре. Поздрав. Пријатно.